Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредниот 1 час и 45 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Треба да одговориме на сите овие прашања. Господјата Симона Ристова Зорич е гостин во емисијата. Сеќавате на оној судија Ѓоко Ристов, 350.000 евра во зидот на семејната куќа на мајка му и на татко му во Неготино, огромна афера. Звонко Давидовиќ, адвокатот, го имавме интервјуто со него некаде пред 5 месеци. Сопругата на Ѓоко Ристов, Симона Ристова Зорич, гостина во вечерашната емисија. Пред да одиме со интервјуто на вечерта, стиснете лайк, стиснете subscribe на YouTube каналот Васко Ефтов, станете members на YouTube каналот Васко Ефтов, за да можете на време да ги добиете сите информации и сите анализи во и околу Република Македонија. Вечерва ќе треба да одговориме на клучното прашање. Дали станува збор за едно злосторничко здружување или станува збор за жртва на едно злосторничко здружување? И дали на едната или на другата страна всушност се работи за октоподот во судството во Република Македонија, и тоа што говореше Бранко Црвенковски. Едно тврдо интервју, поставени се сите прашања, кажани се многу работи кои како истражувачко новинарство успеавме да ги откриеме во изминатите неколку месеци, така што погледнете го интервјуто и нема да зажалите. Добро вечер, Симона Зорич. Добро вечер. Како сте? Добро ви благодарам, фала на полканата. Прва жена во овој циклус 2025-2026 на емисијата во Центар. Се надевам ќе го искршиме мразот, па ќе би требало, имате да. И Би требало. гости Да, ќе пуштите нога. Како да ве представам? Како вие милувате? Па не знам, еве, например, дамата во бело. Дали би се согласиле со една таква формулација, дамата во бело? Па омилена боја ми е белата и често може да ме сретнат во бела боја. Дури на еден портал која започна процесот за Ѓоко Ристов ме пиша македонската пепелашка во бело. Од кога е приведен или од кога е пратен на топол оброк 3 пати на ден вашиот сопруг Ѓоко Ристов, или станува збор за судијата на апелациониот суд во Скопје Ѓоко Ристов, вие сте постојано во бело. Која порака сакате да ја пратите, дека сте невини, како фамилија, како семејство, дека ако сте жртва, тогаш би одбрали некоја друга боја, но бојата, белата боја е боја на некоја невиност. На чистота, на невиност, на правда, и пораката е едноставна, дека луѓето не треба да потпаѓаат под чаршиски моабети и дека се што доаѓа од устата на обвинителството не е вистина. Мислите заслужувате бела боја? После се она што е кажано, што е направено. А зашто да не заслужува? Зашто е обвинет вашиот сопруг? Зашто не е обвинет, а требало да биде обвинет вашиот сопруг и така натаму и така натаму? Мислите дека заслужувате белата боја да ви биде ваш заштитен знак? Мислам дека да. Со гордост ја мислам. Симона Зорич Ристова, државен правобранител на Република Северна Македонија за подрачјето на Скопје, но 2023 година сте биле назначена за заменик, што ќе рече втор човек, државен правобранител на Република Северна Македонија и постапување по предмети од и раководење на напредување на државното правобранителство на Република Северна Македонија. Значи многу висока функција. Всушност многу повисока функција сте имале вие него што имал вашиот сопруг. Иако секогаш ве сметат како ДДВ, како додадена вредност, а не како капитална вредност, да речеме на Кој тоа не смета? Па во медиумите кога спомнат, така некаде на периферија. Најважно дека сопругот ме смета како прва дама, а другите што смета, тоа е веќе. А јас сметам дека сте вие мозок на целата операција. Која операција? По ова што се случува, која завршува некаде декември-јануари оваа година, после приведување на Фехми Стафа, кој е државен правобранител, која сте вие избрани за заменик државен правобранител. Да, меѓутоа не избира државниот правобранител, избира владата. Така е. Со одлука на владата, нели тоа го проче со одлука. Вие сте избрани за заменик државен правобранител. Гледате, и животите и судбините ваши на сопругот и на Фехми Стафа се испреплетени како црева. Не може да се различи каде почнува Ѓоко Ристов, каде завршува Фехми Стафа, како петок и сабота. Не е така. Како е? Фехми Стафа бил стручен соработник во кривичен суд на Ѓоко Ристов и случајно потоа мене ме избира владата за државен правобранител за Скопје во период кога Фехми Стафа е државен правобранител. Ја не сум заменик државен правобранител на Фехми Стафа. Тоа е
Тоа ќе го расчистиме во наредниот дел на интервјуто, бидејќи тој е клучен дел. Ѓоко Ристов Мехмистафа, вие, Лјупчо Пецов, Гјаолот и така натаму, парите, тие 350.000 евра најдени во зидот на вашиот свекор и на вашата свекрва, се мине куќе, претпоставам тоа во... Тоа е на свекорот и свекрвата се мине по куќе имотен лист. во Неготино. Имавте една фотографија која објавивте минатата недела, снимена за време на последната расправа, последното урочиште во Кривичниот суд, Основен кривичен суд на Република Македонија, и избришавте таа фотографија. Која фотографија? Заедно со вашиот сопруг. Не е избришана. Се уште ви стои тамо? Сте ја заштитиле? На сторија. Јас Исто во бел фустан. во бел фустан. Да. Зошто се сликате, на пример, во судница објавувате? Вие знаете дека тоа не е дозволено. Ама не беше во судница, надвор од судница Кој беше. може да го пушти вашиот сопруг надвор во судница? Тамо се гледат, Како? тамо се гледат обвинителните клупи, тамо Ама се гледа, добро, тамо не се е гледа, за време на држење на рочиште. Што сакате, господјо Зорич, Поддршка. дека сте над законот? Не. Дека сте посилни од Дека закон? сум му поддршка на сопругот и секогаш ќе Добро. бидам покрај него. И Сашо Мјалков го судеа, па не се сликаше со сопругата. Судеа и многу други, Драги Рашковски, па не се сликаше. Сите тие му Тоа беа, е личен избор. сите тие им беа поддршка. Вие имате некоја потреба да покажете дека сте толку мокни, дека сте над системот, дека Никако. И дека јас и за Ѓоко вас сме закони, толку... дека вас не, закони не важат и така. Како не важат? Да. Толку е принципиелен Ѓоко, еве дека важи законот што Што избришавте фотографијата? не ја избришав, не на стори беше, таа стои 24 сати и само се брише, нели? Многу не велат, сте изгледале многу скапо на таа фотографија, со многу скапа гардероба, и дека сте сакале всушност, нели, да скриете некои траги, бидејќи ако се прикажувате како жртва, како сиромашни и така натаму. Не би рекла, халината е сошиена, Да. не е некој скапо парче, не е брендирано. Колешките што го следат случајот на Ѓоко Аха. Ристов велат дека се појавувате во капоти од неколку десетини илјади евра и така. Еј! Да, дека на некој начин сакате да глумите лажна аристократија и на тој начин всушност да ја скриете трагата дека се земени пари. Во А одредени лажна случаи, во аристократија одредени- не во можам да одредени глумам, процеси. бидејќи потекнувам од и по татко и по мајка, од елитни и добро ситуирани генерацијски фамилии, така да и моите баби носеле шешири, бунди и мувови, така да е својствено нивните Истрагата наследници. тоа не Да. го докажала. Која истрага? По проверка на имотот на блиски роднини на Добра. Симона Зорич, не се покажало дека се располага со таков капитал за да може вие толку скапо да трошите станови, А коли кои станови? Да еден стан имаме, што треба да Така. живееме. Добро, тоа е 143 Да, метри половина квадратни. стане на сопругот, Значи половина некаде е околу мој. 300-350 илјади евра, непријавен во имотниот лист, ниту А ваш. кога коштал ниту, 350.000? Па добро, еве и денес би коштал. Еве, Ама не е купен 350. Па, например, кога сте купиле 2020, еве оквирно да речем. 16-та е оплатена. 2016. На Дупка. Значи тога се некаде 1500 евра. 950 евра. Кој ќе ви даде 950 Па евра? толку беше у Ква- Карпош. ква- На Дупка први уплативме Не, 950. 950 Па евра, сега? господјо Зорич. Дојаха Кемал на Ама Варшавска. 2016 кој што толку сега, кој што беше. па и 2016 беше тамо. Елитен кварт, беше до Форца, значи тоа е едно од најелитните. И па сега не го најелитните- носам го следна прилика Сега ќе да го може да го продажам продадете, како сега да продажне. може да го продадете, ќе го продадете по 3000 евра. Ама исто и вие станот кај што Тоа се живеете сте го тоа се купиле по пола- една тоа се цена, пола- Јас не сум го купил 950. ќе го продаете Еве, друга на пример, цена. овде кај што снимаме, 16. овде каде што снимаме, исто сме го купиле 2015-16 Добре. година, сме платили до 200 или до 300 евра по квадрат. Ама готов. Не, во градба. Не како Не, овде. не во градба. Не, беше ова во градба, ова беше изградено, па ние Не, Каршија не, си не, живеевме во у градба, аеродром, во ова гра- беше ова изградено. Ова е купено во градба и последна година ние сме се вселиле. Во градба. 16-та не е ова Така во што, градба. Така што, ако влеземе во тие некои математики, испоја дека вие располагате со плата која сте пријавиле, која е презентирана од јавната обвинителка, некаде нашите околу 1000 плати се евра, јавни, ваша да. и на сопругот, вие ни одалеку не сте можеле толку капитал да стекнете. Немаме ние многу капитал. Еден стан кај што живееме. Освен 350.000 евра во Не се во зид. наш. Кој ви Чиви вика се? дека се наш? А како утврдивте дека се наш? А чиви се? Па на свекорот и на А што свекрвата. работат вашиот свекор и свекрва? Со што се бават? Значи ја не знам обвинителката или јавноста како го замислува тоа земјоделие, дека тоа во двор пипер и патлиџан се сади и тоа е Не, со земјоделие. што се работат? Значи, покрај тоа што биле вработени, Вашиот сопруг ако ми потекнува дозволите, од многу сиромашно не е семејство. точно. Луѓето кои му биле колеги
на правниот факултет велат дека не може да купат или да платат ниту сместување во студентски дом, дека живееле во исти кревет со неговиот брат кој е сега професор на правниот факултет. Значи од едно не, многу значи од едно многу сиромашно семејство. И одеднаш тоа сиромашно семејство преку ноќ станува мокно земјоделско аграрно семејство кое може 350.000 евра да стави во зид. Они се во брак од 72 година. Обвинителката што ги вештачи 9 години наназад, тоа на суд ќе се докажуваме. Добро. Ќе тужите? Ќе тужите обвинителката или? Зашто? Во тек на процес тоа што ги обвинува, како вели? Зависи како ќе оди постапката. Така? И она може нас да не тужи, ние може да не тужиме, тоа не се исклучува. Тоа е уставно право. Веќе ве тужи, нема два пати да ве тужи. Не, сега не обвинува, не тужи. Свекрот и свекрвата се во брак од 72 година, што значи 50 кусур години се во брак, изработуваат земјоделие лозови насади 2,5 хектари и други 2,5 хектари насади. Ако биле земјоделци сиромашни, како што споменавте, некој говори, немало да имаат механизација уште во време кога никој немало трактори, одораници, од Таа верзија ја кажувате како официјална? Не. Адвокатите кажува верзијата дека е продадена земја, па дека од продажбата на земјата се парите, па дека е продадена фирма за фотоволтаици, дека тамо се парите, сега ви велите од грозје, од земјоделие, од механизација. Ама чекајте, како ние заработуваме 10 години наназад? Можете ли да одлучите од што ви се парите? Ама нема што да одлучам, вистината е една. Што има завршено вашата свекрва? Средно образование. Средно образование. Па јас мислам дека со таква финансиска виспреност го има водено целиот процес, што заслужува немала рака да биде заменик министар за финансии. Па да ви кажам како што интелигентна и може. Ако не е министар за финансии, бидејќи нели за да објасниме пред публиката од каде се тие 350.000 евра. Јас ниту сум должна да ми кажат свекрот и свекрвата колку пари има. Тоа е есенцијата на случајот. Да, ама не сум јас должна мене да ми кажат од кај им се парите и кај ги кријат. Синот ке лежи. А зошто да лежи? Па сега лежи. Обвинителката основно е прво да докаже. А мајката и таткото немаат обврска вас да ви кажат врз база на што зошто да ми кажат мене свекрот? Не, кога ги криеле. Јас до 20-19 како беше, јас не знаев дека свекрот и свекрвата имаат пари кај ги чуват. И не се должни ни да ми кажат. Значи станува збор за земјиште, некаде помало од 1 хектар, кое е дооформено. Значи во кратка постапка, дооформено земјиште, па направена фирма од вашата свекрва, па таа фирма веднаш добива дозволи за бавење со електрична енергија и други работи, значи Марко Бислемовски веројатно одмаш танца тоа дава, и таа фирма не е веднаш, тоа беше постапка од 2-3 години. Таа фирма продадена за 450.000 евра. Да. И никој сакате да ја поверува. Дека жена домакинка, односно средно земјоделско, која седи во Неготино, живее во некоја семејна куќа, се сетила на 70 и кусор години да оформи градежно земјиште, да направи фирма за фотоволтаици, по скратена постапка да ги добие сите. А зашто не е поскратена? Сите постапки да ги добие сите дозволи и да ги продади за 450.000 евра. И тоа за ефтино ги продала, да ви кажам. Затоа што сега и поскапо се продаваат одредени. Е точно. Ма не е точно. Како не? Сега 1 мегават ставање панели или фотоволтаици чини 350, само панелите 350.000 евра. Со све батерии тоа чини околу 600-700.000 евра. Со земјата чини 800, значи све, фул за 1 мегават. А вие без ништо, без батерии, без фотоволтаици продавате 450.000 евра. Си е... Не да смрди. Не. Корни. Грешка сте. Корни, господи Симона. Грешка сте. Корни. Не е така воопшто приказната. Аргументирано ви тврдам дека е продадено дури и поевтино него што се продаваат има еден претрес. Уапсене нивниот син, доаѓа полиција, обвинител со приведен, Не е ни приведен, него сам со покана се јави. Добро, го немаше неколку дена. Не е точно. Тоа беше, ако ми дозволите да ги запознаеме јавноста, значи воопшто ниту не бил недостапен, ниту го немало, него тоа беше скроен филм и хајка на обвинителката и одредени структури за да се добие мнение во јавноста
дека Ѓоко Ристов, сопругата и семејството се избегани за да може да се издействува куќен притвор. Неколку дена броеше јавноста, нема се извинувам сега, не може така да кажат. Неколку дена цела македонска јавност, не обвинителката, цела македонска јавност броја се бара судијата Ѓоко Ристов. А од кај доаѓа тоа за да јавноста брои? Значи од негде треба од некоја којна да потекне. Добро, еве од којната на обвинителката. Но брои македонската јавност, така? Медиуми, портали, социјални мрежи, така натаму и така натаму. Во Бугарија избега, не избега. Во Грчка, во Косово, да. И вие немате порив. Вие сте дел на правосудниот систем на Република Македонија. И вие и вашиот соб нема порив кај Ѓоко Ристов или се обидо да оглуми Сашо Мјалков, имал висока температура кој беше. Немаше температура, зошто да лажеме? 40 степени. Не, сега да не мешаме и други ликови. Меѓутоа, барал аспирин, па се успел. Синот ни беше на зимски распуст кај моите у Тетово. Добро. А јас и Ѓоко Ристов бевме на Варшавска 19 кај што живееме. И не се пријавивте. И цела македонска кој не побара? Ве бара, не бара, како не бара? Вие под кебе. Никој не ми дигна ниту телефон, ниту на врата дојде. Вие под кебе скриени и чекате. Ниту на врата дојде за да не побара некој. Ние на 19 јануари си отидовме на семеен ручек во Тетово. Добро. Пеете за волја на вистината. Кој чекавте да ве спаси? Зошто да ме спасат? Што да ме спасат? Значи, ако 2 дена, 3 се криете. Ама кој се крие? Па добро. Па еве сум на слика. И не се ќе ви пребувате. покажам, значи за волјата на Ве вистината. стигматизира целата јавност. Ве стигматизира, значи вие чекате некој да ве спаси. Кој може да ве спаси? Некој моќен политичар во Република Македонија, со кој во меѓувреме сте направиле пактови. Еве јас на да 19 јануари во 11 часот и 41 минута си ставам на стори слика од црквата во Тетово, кај што сум била на Водици. Со мене е Ѓоко Ристов. Каде е Ѓоко Ристов? Службите? Не, каде е Ѓоко Ристов? Со мене во кола е тука. Да видиме дали се гледа колата, може ли? Колата не се гледа, црквата се гледа. Поентата е на денот на Водици, црквата да се гледа, а не Ѓоко Ристов да се гледа. Значи, можеме цело време бесме следени од... Ние сега треба на збор да ја веруваме дека црквата е всушност Ѓоко Ристов. Не. Сега не ги вадите од контекст работите. Туку ова било на стори, стајано на 19 јануари у 11. Ставено па избришено. Не, 24 сати се стои на стори, па само се брише. Меѓутоа службите нас не следеа цело време тие денови, така да тие што требаше да знаат кај сме. Значи не сте избегали. Кај сме, дури свеќа која палев у црква, еден од службите муслиман беше, ама ете у року службе запали он свеќа за да не чува. Значи сте направиле добро дело, некој запалил муслимани свеќа во црквата. Поситивно, пофално уроку службе за вас. Значи доаѓаат има 2 претреси во куќата на свекорот и на свекрвата. Првиот претрес не ги наоѓа парите. Не ли чувствува потреба, или вие не сте ги прашале, дали не чувствувале потреба да кажа дека има тамо пари, сепак не се кратци, сепак не се криминалци, говорам за овие што вршат истрагата, туку се државни органи кои прашуваат или барат одредени пари. Значи имат некое сознание, имат некоја дојава грешна или точна, небитно, органите на истрагата имат одредени сознание и барат пари. Прашањето ви е дали сметаме дека требало после први од претрес да ми свекорот и кажа? свекрвата каде се парите, дали имате скриено парите, и велат не. А зошто се должни да кажа? Па тоа е лаже, а зашто да не се должни? Па тоа е суштината на обвинувањата. Предходно Фејми Стафа се спогодува со кривичен суд и со јавно обвинителство и е осуден на 15 месеци затвор, таа казна е издржува. Го обвинува вашиот сопруг, судијата Ѓоко Ристов. Па добро, тоа е во изјавата. Вика дека барал, како што ја барал, добро. Дека барал за Ѓоко Ристов, меѓутоа 100.000, па 50.000, па 30 или 20.000 веќе добина од сестрата на Лупчо Пецов, јаволот. Процесот почнува многу порано, кога на 2 декември е донесена одлука негативна за Лупчо Пецов од страна на апелациониот суд, каде што е член и Ѓоко Ристов. На 10 декември таа е веќе стигната во кривичен суд и е веќе јавна и достапна на сите дека е негативна. Која била потребата за Фејми Стафа на 12 декември, 10 дена после донесена одлука, да има такви односи, да му бара пари на ѓаволот и да го фатат со 20.000 евра? Имаше ли одлука негативна за Сашо Мјалков летото од 2021 година? Да, имаше.
Вашиот сопруг е дел на судскиот совет, трочлен судски совет кој едногласно носи одлука. Па декември веќе 2021 година има ослободителна пресуда за Сашо Мјалков. Ма не го знам јас тој предмет. Што ќе рече, како велат евреите, ако една се има случајно, мали се шансите да не се случи втор пат. Ако е два пати случајно, се нула Ама шансите. грешна ви е поврзаноста. Обвинителката Значи, и збориме... истрагата вели дека во 4 случаи кои Гео Користов ги води против Лјупчо Пецов Ѓаволот, пресудува во корист на Лјупчо Пецов Ѓаволот и дека имат индикации и докази за одредени... Ке оставиме, ајде да докаже да видиме што има. одредени- Затоа што обвинителката некако лута. За одредени- Тргна од еден стан, па од друг за стан, одредени- за па за одредени пари дејања. што не се најдени во нашиот дом, па за предмет што го изгубила со еден познат доктор Кога е истрагата? Кога е истрагата во домот на вашиот свекор и свекрва? Претресот, мислите? Да. Едниот е на 29.12, другиот е на 18 и 19.1, 26. 26. И вие велите дека цело време сте во вашиот стан на Варшавска? Да. На 3 локации истрагата врши претрес. У истиот ден, на 29.12. Значи, на 3 локации. Едниот е вашиот стан на Варшавска и не ве наоѓа дома? Како ги око дома беше со синот? Да. И јас бев у кафана од работа за нова година. Зашо вама нели сте се сликале на водици, како што велите? Ама Во тоа е- бегство. Вториот... Сега збориме за 29.12 Вториот- или за 19.1? Втората локација е една викендичка и третата локација е семејната куќа во Неготино. Да. По семејната куќа во Неготино тие наоѓаат На пари. 29.12. По вториот опит. Ама во вториот не Можете се ли прави да на три можете ли да локации? објасните, сигурно ви парафразирале, ви раскажале, бидејќи кога сте се спремале за ова интервју, а сте огледале претходно интервјуто со Зонко Давидовиќ, веројатно ви имат раскажано што ќе ве прашам, што сте очекувале или што очекувате да одговорите како публика и така натаму. Можеме ли да раскажеме секвенцата како истрагате ги наоѓа парите? На 350.000 29.12 е Закопани направен во претрес на зидот 3 на локации. куќата. Додека на 18 и 19 е вршен претрес само во семејната куќа Куќа. во Неготино. Така е. Како ги нашла, тоа јас не можам да одговорам. Може ли, ке дозволите ја Службите. да парафразирам? Само ќе парафразирате. Имаше една сега се покажа шпекулација, сега се покажа шпекулација дека помеѓу првиот и вториот претрес Добро. е оставена бубачка, Така. односно уреди за престушкување во куќата на вашиот свекор и на вашата свекрва, Добро. а всушност работата е малку поразлична. Помеѓу првиот и вториот претрес кои се направени, е сменет комплетно тимот за истрага. Значи се оди со сосема нов тим за истрага. Јас ова не го знам, еве. Јас ќе ви парафразирам врз база на еве истражувачко новинарство. Пред куќата има цемент, има малтер, има одредени активности кои асоцираат дека некоја градежна активност е правена во некој Ама период. оние реновираа куќата летото? Менува, ламинати, прозори, релепни. Во кујната на куќата Добро. е најден лепак за плочки. Кога го прашуват вашиот свекор, дали лепел плочки во кујната, тој вели не. Тогаш почнува да го чукаат зидот и наоѓаат на празен простор. Во тој празен простор се Ама ова најдени... не е прашање за Во мене. тој празен простор се најдени 350. Јас како сна, не е прашањето соодветно упатено. Јас можам да кажам... А вие не сте знаеле дека богато сте се омажиле. Јас не знам Дека во колку пари, толку- а верувајте, тоа се толку Па, вие посветени и вредни родители. Значи, вие И сте- не е така како што вие вие сте- преска вие сте- наведовте, вие са сте јас ве сослушав, се и вие ме Срекница, па вие сте сослушате ме. срекница, вие Па сте еве сега па вие дознав. сте се омажиле побогато тоа Не. што сте знаеле. Не, видете. Јас, на вистина, свекорот и свекрвата се посветени родители, вредни, кои што успеале во животот да создадат, да створат, и не е така како што пред малку најавивте, дека одвај преживувале, они си живееле заедно во студентски дом, меѓутоа си биле цимери, и дека не можеле да купат, не е точно. Добро. Значи не биле толку сиромашни. Па како толку, они не се Но тоа воопшто не значи сиромашни, дека не биле- огромен имот има Но тоа не таткото на значи- свекрва ми. Но тоа не значи дека биле богати да чува 350.000 евра. Тоа е во зид. нивна определба и видете секој различно си размислуваме, секој сме Имало ли помош индивидуа. на пријател, на пример, пријатели на вашиот сопруг кои им помогнале да стекнат одредено богатство? Како да стекнат кога луѓето се отепаа работејќи свекрва ми 90% инвалид стана Вие од гледате- работејќи земја. Вие гледате, значи, вашите родители активно ги вклучувате во сите операции кои ги правите.
Во кој Дури злобниците ви рекле во сите транге-франге операции кои вие ги правите со вашиот сопруг, вие активно ги вклучувате, ако се предмет на истрагата, вие активно ги вклучувате вашите родители и од страна на сопругот. Не ви го разбрав прашањето, во кој операции? 4 случаи има. Лјупчо Пецов, ѓаволот ке вашиот сопруг. Добро. Каде што истрагата смета дека ги користов благонаклоно. Се однесол, не благо кажано, се однесол благонаклоно во случај каде што предмет на судење е Ѓоко Пецов или ѓаволот. Па не би рекла дека е благонаклоно. Дали е нормално, еве, вие сте доктор по правни науки, дали е нормално човек на кој вашиот сопруг му суди во 4 случаи, да му даде полномошно на вашиот сопруг да продава стан на Лјупчо Пецов ѓаволот, па да биде земен кредит, па вие да сте полномошник на вашиот татко, а станот да окупи вашиот татко. Дали тоа? Станот не е купен од Лјупчо Пецов ѓаволот, туку е купен од Александар Велјановски. Тоа е, значи, тоа го нема. Не, грешка сте. Ајде. Спроти нашиот стан е станот на Лјупчо Пецов и го купи една нотарка од Скопје. Тоа е за Охрид. За Охрид, Говориме за станот во Охрид. И тој го купи една нотарка од Скопје, што не е комшика, а ние го купивме од Александар. Добро. Има ли полномошно подпишано од Јас имам полномошно од татко ми за да го застапам, за да не доаѓа до Охрид. Од Лјупчо Пецов ѓаволот, дали има полномошно кој е подпишано на вашиот сопруг? Јас тој да располага со станот. А вие имате полномошно од вашиот татко да земите кредит и да го платите станот. Кредит, јас сум, заради татко ми што е пензионер, мора за сигурност банката им си налага таму да се им биде ко-кредитобарател. И јас и Ѓоко сме ко-кредитобаратели, татко ми си го плаќа кредитот, тоа е, и има и докази у банката, може да си ги извадите. Кредитот се плаќа од Дивица Зорик и ние сме само ко-кредитобаратели како гаранти затоа што е пензионер. Иако он зема национална пензија, една од највисоките во државата, сепак за пензионери е предвидено да се пријавиле кредит од 5 милиони денари од Охридска банка. Кредит за купување стан во Охрид, кој бил собственост на Албанија Комерц, тука пише од медиумите, поинаку се нарекува, купувач бил незиниот татко Ивица Зорич. Ѓоко Ристов и Симона Зорич Ристова биле ко-кредитобаратели, рече обвинителката. Значи, само цитирам изјава официјално. Та објасни дека Лјупчо Пецов од Алма Комерц го овластува судијата Ристов да го застапува, значи друштвото Алма Комерц, и станот да биде гарант за кредитот кој го зел таткото на неговата сопруга Ивица Зорич, а полномошник на Ивица Зорич, кој купувач на станот, била неговата ќерка Симона, сопруга. А што е тоа спорно? Човекот имаше здравствени проблеми, не можеше да дојде во Охрид и јас ми даде полномошно да го подпишам. Ни капка да падне надвор. Каде надвор? Ни провизија, ни ништо. Не. И толку сте биле лакоми што не сте сакале ни трето лице, дури не сте сакале, ни трето лице да вклучите. Па тој полномошник на ѓаволот, вие полномошник на таткото, кредит зимате и го зимате станот. Мислам, чекате многу сега. Едно, ама нема што да чекам. Се некој треба да и поверува. Значи, обвинителката може се да каже, како што кажа обвинителката, дека станот е купен за 40.000 евра. Конкретно за ова. Што не е точно во ова што сега го цитирам? Еве извод од договорот дека станот се продава за 55.000 евра, од кои што 10.000 евра се уплатени во готово, 45.000 евра. Добро. Ивица Зорич зема кредит. Ви кажав, 5 милиони денари. Тоа е пријавено. Значи, таа појасни дека сопругата Симона Зорич Ристова поднела говорам за анкетен лист, нели? Добро. Говориме за анкетен лист, бидејќи таму ги собира. Значи ви кажат анкетните листови. Значи станот збор за Алма Комерц фирмата, така? 2 милиони 760.750 Алма Комерц, ајде да не бидеме. Дали Алма Комерц е фирма на Лјупчо Пецов ѓаволот? Да. Ние станот не сме го виделе Лјупчо Пецов, туку сме го купиле го овластува судијата Ристов да го застапува друштвото. Значи, судијата Ристов го застапува друштвото на Лјупчо Пецов ѓаволот. И станот да биде гарант, значи станот... Ама ова и џабе и не е ни предмет на обвинение. Ама станот е гарант. Ама не е предмет на обвинение. Што е гаранција за кредитот кој го добија вашиот татко? Па хипотека има станот.
А што е гарант? Станот. Станот. А станот е на Лјупчо Пецов. Ема не е на Лјупчо Пецов, на Александар. А станот е на Алма Комерц. Па на Александар. Господи, Ние го купивме од Александар. И врз база на тој кредит го зимате станот. Вие сте полномошник на вашиот татко. За подпишување на договорот, затоа што човекот сопруг имаше здравствени е проблеми. овластен од Лјупчо Пецов. Не знам ја што гледате вие спорно у сето ова и станот во Ако Охрид, па не е ни предмет ако во ова не обвинение. гледате спорно. Ја не гледам А ништо. смрди на криминал. Вас ви смрди, нас не ни смрди. Тогаш видите, вие може да направите, да продаете пола Македонија, смете. Не е точно. Или да купите всушност. Значи, моите се родители, татко ми е познат и европски и светски диригент, без Добро. дамка во својот живот, па не би оставил ни вака со еден стан во Охрид да има дамка. Чисто е купено станот со 10.000 учество и чист кредит, Господи меѓутоа Симона. ви кажав дека воедно и станот не е ни предмет на Господи обвинение. Симона. И не знам зошто сега го елаборираме кога не е предмет на обвинение. Вие сте избрани функционери. Добро, јас И вие и вашиот сопруг. Добро. Во пријавата до Државната комисија ДКСК за борба против криминал и корупција, вие не сте го ставиле станот 140 метри квадратни на Варшавска во Скопје. Тоа е прекршочна одговорност. Зошто не сте го ставиле? Не пробавме 2-3 пати, многу беше комплицирано со некоја лозинка, па уја, па назад и од немарност не се пријави станот, а не е со некоја задња намера. Ние не го криеме станот, како може да го се крие станот кога е во лична карта и на пасош. Сакате да И кажете. тоа е прекршочно како еден куп сега функционери, градоначалници што ги казни Сакате да прекршочно. кажете дека вашата свекрва во Неготино е правно и секако друго пописмена, па може фирма, па да оформи парцела, па да докупи земјиште. Јас познавам еден па да куп направи- бизнисмени, па да тешко направи- лошо, па да направи фирми. фирма и да ја продаде за 450, вие не сте можеле лозинка да најдете да се пријавите, стано да го пријавите. Ја ви кажав дека ДКСК. тоа е од немарност. Пробав 2-3 пати, не ми одише. Ви кажав дека од немарност, немојте сега да ми импутирате нешто што не сум рекла. Фантомски непријавен стан од 143 метри квадратни. Имате ли гража тамо во тој стан? Имаме. На чие име е гражата? На моја. Кога е купена? Лани. Значи не е застарен рокот. Ама не сум обврзана за ништо што е Не е поскапо од застарен- 5000 евра да го Не е застарен пријавам. рокот. Да, Така? да. Значи 2 години рокот. Ама не е тоа уврска затоа што Значи над тоа е 5000 основа евра да се ве пријавам. разрешат. Не е точно. Како што е основа ако сака ДКСК да го разреши вашиот сопруг. Не Ајде може, тамо па е е застарено. застарено. Ајде тамо е застарено Да. 5 години. Еве вашата Ама гража не се исполнете не- условите за А разрешување зашто не затоа што поднесете? А зашто не поднесете па да видиме ДКСК да каже дали се исполнети, дали не сте исполнети. Па видете, кажавте дека А- сум ако- доктор на науки по и сака- право, И знам. сакате да кажете дека од кој поминуте целата харанга за станот, не сте ја нашле во овие 5 месеци лозинката за гражата, која е на ваше име? Ама гаражата кошта 2000 евра. Не може гража да Е, кошта. како 2000. не? Ама не може гража. Се пријавува Кај мене нешто во- што е над кај мене 5000 евра. Кај мене во зграда, Добро. која се вреднува многу помалку од Не вашата е ни зграда гаражата. на Тоа не е Варшавска, гаража, него на Вар- е визба. тамо, значи нема под 5-7 илјади евра. Значи нема Ама, под 5. е, па над 5000 евра треба да пријавите ако имате промена. Сигурно е над 5. Зошто не сте пријавиле гражата? Јас имам Ама свесно, автомобил што сум ама го свесно пријавил. го Ама кршите гаража, законот. ама Ама не, видите, Сега гледајте, сакате нешто да ми некој филм да ми формирате надвор од што реалноста. викате вие капот до 10.000 евра па на гража ќе пријавите. Ама не е од гаража, 5.000. е визба. А што е? Визба. Како Тодор Живков, тази дупка не е дупка. Не. Ова не е стан, ова не е гража, Ама не. ова не е зид со Ама 350 зашто илјади. сега се служите со такви работи? со Ја не какви реков тресови? дека не е стан. Кој рече дека не е стан? Значи вие криминал на криминал градите, криминал на криминал градите. Ама криминал сега на- вие мене на обвинителна клупа, тука ме Не, сигнавте, ама не, како не. градиме криминал? Па добро, сите овие работи асоцират на нешто такво. Видете, Мене тоа да ми се случи, а и да сум јас, например, на ваше место избран функционер, медиуми, ДКСК, обвинител... Па со сите- малку ли нас не тресе? На крај. како на крај? На крај. После стотици фаули. Конкретниот после предмет за стотици кој што фаули, ние треба да разговараме каде што го сега, имате изгазено системот после стотици фаули, Не се некој се согласувам. решил, некој дал зелено светло, на некој веројатно му биле презентирани докази
или нешто видел и слушнал за да може да даде зелено светло, вие се криете бидејќи чекате некој да интервенира да ве спаси. Тоа е целата работа. Не се крием од никого. Ако се криев, немаше да дојдам Не вие, тука. вашиот сопруг. Ни мојот сопруг немаше да ме пушти да дојдам тука ако се крие. Немаше да ме пушти Го да прашавте? снима. Го прашавте? Секако. Да, и што Ние вика се да се почитуваме како брачни другари, ништо не правиме Па без јас да ве се почитам, прашам. затоа Немаше ни да ме пушти да одам да снимам мисија под лупа во ТВ Алфа со Ке ве мојот прашам, татко, ке ве за прашам, кој што ке ве се прашам сними, за се тоа. монтира, се одобри, па не се пушти очигледно, зашто некој се плаши Господи Зорич, вистината Господи да Зорич. од сето ова што се презентира, Се извинувам. со пуштањето на емисијата, може- јавноста друга може- печото ќе добиеш. Може да не одговорите, но би сакал да ви поставам прашање. Ако не беше уапсен вашиот сопруг, Добро. кај кој имаше паднато случај со Стефче Екимовски на апелација? Судија известител, Да. кај Ѓоко Ристов беше. Значи, ако не беше уапсен вашиот сопруг, Добро. судија известител во случај со Стефче Екимовски беше Ѓоко Ристов. Да, за рочишта закажано за 5 февруари. И што е Ви помогна ли Стефче Екимовски да ви кажи, не беше тогаш градоначалник, но имаше случај против него, дека на Варшавска се добри цените на становите, чисто Немаме контакт. како градежен консултант еве да речеме. Не, немаме контакт со И Стефче гледате, Екимовски. јавна тајна е дека Стефче Екимовски се вознемирува после приведувањето на Ѓоко Ристов, бидејќи од сигурен дека нема да му помини, дека нема да биде осуден на апелација, одеднаш тоа се менува играта. И апсењето или приведувањето на Ѓоко Ристов всушност значеше вовед во пресуда повеќе од една година. Ја не можам да затоа се кажам казва. кој се вознемирувал или не се, пошто ние немаме Но контакт со факт дека Стефче. судија известител е Ѓоко Ристов. Па поак ми се паднал предметот на Ѓоко Ристов. Видите, И што е тоа сега? публиката не е глупа. Зашто? Таа многу добро ги разбира и ги врза сите овие работи што ги кажувам. Добро. Нели, а вие сега се го А, гледате не, тоа да не го ви ја негирате. разбирам логиката или тоа дали Па е нема паметна потреба- публиката или не е паметна. Значи, со тоа што предмет по случајот на АКМИС Стефче Екимовски. паднал кај Стефче Екимовски, да Паднал кај донел Ѓоко- Ѓоко кај некоја Ѓоко Ристов. одлука, не па донел тогаш одлука. може да Но ке разговараме, донел, меѓутоа но ке донел веројатно ако не бил а испратен кој таму каде што гарантира тоа? каде што Пред бил- време не се каде знае што бил- каква одлука, па не носи Ѓоко одлука, таму е совет од тројца или од 5 суди. Одлуката треба да има мнозинство. Можеме ли малку да го Ѓоко Ристов не носи само да го одлуки. објасниме, да го дефинираме Фехми Стафа? Повелете. Вие рековте дека не сте биле заменик на Фехми Стафа во тој временски период, нели? Еве сега да испитаме, да видиме. Кој е Фехми Стафа? Адвокат на Љупчо Пецов Ѓаволот и велат близок пријател на вашиот сопруг. Близок пријател не, меѓутоа како стручен соработник му бил во кривичниот суд во Скопје. Потоа мене ми беше шеф, мада не бав јас секогаш разбирање со Фехми Стафа, тоа е јавно познато, бидејќи јас не сум многу сервилна спрема шефовите. Фехми Стафа е виден на камера до вашата зграда на Варшавска. Видела и канцеларии на Ѓоко Ристов. Видете, адвокат е он, не бил само кај Ѓоко Ристов? Мислите дека вообичаено адвокат да доаѓа? Па јас гледам да кај еве доаѓа- судики у апелација, секој ден им се Еве, адвокатки и например, адвокати седнати. Ако на видеокамера. Еднаш. Ако на Да. Еднаш? Да, еднаш е фатен и потоа продолжува кај друга судика, влегува у канцеларија, а Дали е јас еве пошто секој ден сум во Дали е суд, фатен? Дали е фатен? а секој ден сум во На- суд и дали е секој ден фатен? гледам дека адвокати фатен и на- адвокатки се на гости кај суди и пијат кафе. Тоа со Поранешен државен правобранител Фехми Стафа е приведен од кога ке него биле пронајдени 20.000 евра. Дел од поголема сума која е земал за да влие врз судија од апелациониот суд, медиумите. Добро. Цитирам. Според обвинителството, значи официјално според обвинителството, Стафа во периодот од октомври до вчера, значи декември никаде, минатата година, 13 декември, примил вкупно 50.000 евра. Тој тврдел дека ќе го искористи своето влијание за да интервенира кај апелационен судија, за да се укине мерката притвор за лице кое е во бегство. Љупчо Пецов Ѓаволот во овој временски период е во бегство, а против кој се води постапка за кривични дела против јавните финанси. Екс-правобранителот првично поборал 100.000 евра мито за ова услуга на 6 октомври 2025 година. Примил дел од побараниот износ, и тоа 30.000 евра,
што му ги предала сестрата на лицето во бегство, сестрата на Лупчо Пецов Гело. На 13 декември 2025 година директно побарал и примил уште 20.000, тоа се 50.000 евра. Веднаш по примањето на втората транша Стафа бил уапсен и парите се најдени ке него. Сега ќе ви кажам. Слободно. Веднаш по преведувањето Фехми Стафа е малтретиран, уценуван, тепан, со непристојни предлози, кажи парите дека се за Ѓоко Ристов и ќе си одиш дома. Кога беше на увид на докази Ѓоко Ристов во обвинителството за организиран криминал и корупција, самата обвинителка Искра Хаджи Василева на Ѓоко Ристов му рече: јас сум 100% убедена дека парите во октомври тие 30.000 евра не завршиле кај тебе. И самата даде изјава пред зградата на ГОК, во зелена блуза се сеќавам беше, дека Ѓоко Ристов не се терети за подкуп и дека ниту обвинението содржи член со кој што Ѓоко Ристов ќе се терети за подкуп. Значи во ниеден момент Ѓоко Ристов за подкуп не се терети. Значи обвинителството самата обвинителка даде изјава. Молекла на Фехми Стафа каже дека парите се за Ристов. Да, и слободен си. Ќе одиш дома. Да. Отиде ли? Истото е содржано. Се извинам, отиде ли дома Фехми Стафа? Кој? Отиде ли дома Фехми Стафа? Па не отиде затоа што ако речел дека е за Ѓоко Ристов ќе е лажал. Истото дека Фехми Стафа бил малтретиран, дозволете, ја цело време ве слушам, се и вие ќе ме сослушате. Нормално, затоа ја викнав да ја слушнаме. Со самиот факт дека Фехми Стафа не лаже и не е рекол дека парите се за Ѓоко Ристов, бил принуден да направи спогодба и не случајно е пратен во затворот во Куманово, каде што често бил малтретиран, уценуван и со предлозите каже дека се за Ѓоко Ристов и ќе идеш дома. Истото Фехми Стафа, од причина што не можел да го издржи, на 18.12. испратил дописи со ваква содржина во која стои дека му се нудат непристојни предлози да признае нешто што не е вистина. Дописите се пратени до председателката на апелациониот суд, до судскиот совет и до тогашната ВД државна обвинителка. Потоа, ништо не е преземено ниту од председателката на апелациониот суд, како бидејќи се работи за неизен вработен судија, она во најмала рака требала да ги извести органите на прогонот дека се малтретира лице за неизиниот судија. Како што подоцна... Можете ли ова да ми го објасните? Осудениот се мисли на Фехми Стафа 15 месеци. Тој се спогодил со основниот кривичен суд и со јавното обвинителство. Значи, ако не е виновен, нема човек што би се спогодил. Посебно што Фехми Стафа и бил во основен кривичен суд и бил на многу високи функции во Република Македонија, значи не е човек што не го знае законот, што не може да ангажира адвокати, што не може да се брани. Се спогодил, значи признал вина, добил 15 месечна затворска казна. Осудениот пред да биде фатен со бележани 50.000 евра. Претходно од сестрата на Пецов зел мито од 30.000 евра, па дополнително 20.000 евра. Вкупно побарал 100.000 евра за да влие како што ветувал како адвокат на Пецов, кај судијата Ѓоко Ристов од апелациониот суд во Скопје за да му убложи мерката притвор. А зошто па ако го фатиле дека ги зема од сестрата, не го оставиле да видат кај ќе ги однесе, па дали се за Ѓоко Ристов? Господи Симона, гледате. Многу едноставно. Значи, човекот признава и кажува. Ама он не вика дека давал на Ѓоко. Што? Туку дека му барал на ѓаволот. За да изврши влијање кај Ѓоко Ристов. Да, меѓутоа, дополнително. Слушајте ме внимателно. Нарочиштето дополнително, ма се извинувам, сега се обидувате да правите карма каша. Дополнително беа изнесени 4 судски одлуки во периодот од 2017 и 2021 година, поврзани со Пецов, во кои Ристов одлучувал во негова корис, како и видеоснимки осредби помеѓу Ристов и поранешниот државен правобранител Фехми Стафа. А што има врска Ѓоко, Фехми Стафа и ѓаволот дали се среќавале? Тој му бил адвокат, што сакаат они ќе се среќаваат и ќе се договараат. Видите, адвокат Фехми Стафа има редовни средби со вашиот сопруг Ѓоко Ристов. Нема редовни кои ви гарантира. Па вели. Ама може да вели видени се секој кај негова канцеларија, а видени се на видеокамери и кај вашиот стан на Варшавска таму. Па дома ми е, не, пред зграда се сретнале. Случајно. Па сега случајно јас со вас ако се сретнам, преговараме нешто. Ама ве молам сега. Значи за да се поди, ама не, видете сега, за да покренете обвинение
Треба да докажете. И вие сега Чиви велите, се парите. сега ве велите има состорничко здружување против вас, а овде сте Не, да, врзани, никој не е врзан. врзани. Сега вие сакате да направите прича, да има По која гледаност прича? емисијата. Ама Јас не се која тоа го прича? разбирам. Ама која Меѓутоа, прича? вие не оставате да ве ја кажам јас злосторничкото Значи, сега се здружување извинувам, кое е. Јас за да имам прича, како што велите, сум ги натерал свекорот и свекрвата 350.000 за Ама тоа куцат. си е нивно не, право. не, се извинувам. За да направам прича. Па за да направам прича, сум го терал Не, сега што ми викате сте изврзани, за да а не правам ми прича, дозволувате сум да го- кажам сум јас го кои терал- се изврзани. Сум го терал вашиот сопруг да се среќа со Фех Мистафа. За да правам прича, сум го натерал Лјупчо Пецов Ѓаволо да го ангажира Фех Мистафа. Па за јас свој адвокат. не сум го натерала да го ангажира За да Фех направам Мистафа. прича. Ниту сум Вие знаела сте дека биле му е заменик адвокат. државен правобранител во време на Фех Мистафа. За Не, да направам не прича, сум Фех била Мистафа заменик правобранител во време на Фех Мистафа. заедно, кажавте се преди си. Ама не сум била во негово време ја заменик. Добро. Значи за да направам прича, Фех Мистафа сум го избрал да биде стручен соработник во кривичен основен суд Ама во не го Скопје. избрал Георго, тој време- си бил вработен предходно како? Видите, по ова му се испреплетуваат како слалом на светско Не, не, првенство, не, не. на Вие, светско првенство ако во сакате со воспиење, таа перцепција кариерата да на Фех гледате, ќе ви Мистафа, се ваша и испреплете. на Ѓоко Ристов. Ако сакате со таа перцепција да гледате, ќе ви се испреплете, Добро. меѓутоа вистината е многу друга и ако ми дозволите, ќе ви испрезентирам. Добро. Кога ѓаволот се јавува на Искра Хаджи Василева да го пријави Фех Мистафа, разговорот телефонски трае 6 минути и 17 секунди. И ѓаволот вика, сакам да го пријавам мојот адвокат Фех Мистафа дека ми бара пари за Ѓоко Ристов и за Лидија Зимбовска. Добро. Јас имам вибер комуникација во која што мене Фех Мистафа ми пишува: Симона, те молам, убеди го човекот да биде за, затоа што Ѓоко е против да се донесе позитивна одлука, евеа, женава сака да помогне и ако е потребно јас ќе дојдам таму. Значи, која е жената? Жената е Лидија Зимбовска. За да јас ја сретнам Лидија Зимбовска на 10 мај во Сити Мол и кажам дека знам дека е пријавена и знам дека била за, а зошто еве се потврдува и од Вибер комуникацијата, и истата Лидија Зимбовска истиот ден, 10 мај недела, само после неколку часа од нашата средба, тој беше околу 2-3 саатот во Сити Мол, испраќа маскиран човек околу 21 часот вечерта, моите живеат у Тетово, во една слепа уличка, да го пресретне татко ми со качулка и со наочари за сонце. И за да не парафразирам, ќе цитирам, еве и со ракопис на татко ми, како му се обратил човекот на татко. Ме испрати апелационата судика да ви кажам, опоменам, ќерката и вие да седите понастрана и неа да не ја спомнувате. Она е под заштита и е заштитен сведок. Има моќ да мести и други судии, не само судијата Ѓоко Ристов. Ќерката да ти седи настрана и да не ја споменува апелационата судика затоа што ќе има големи последици. Добро. Тетовски го прочитав, значи тетовченец е тој со маска и со наочари. Не, Тоа му се татко ми заканува. изворно, како што ви го како кажа. татко ви го- Затоа што е напишано Добро, од негов добро. ракопис. За да апелационата судика почне да праќа некој аматерски да ме Добро. подследува, што се потврди кога седнавме со Паула да ја договориме емисијата Под лупа да ја снимиме во кафич во близина на станот кај што живеам. Седевме како јас и вие карши, наспротивната маса дојде еден дечко, така набилден малце, седна, значајно ме гледаше, дури го прашав, се познаваме? Па не знам, рече. Може му се Добро, слушајте го. Може му се допаднавте. Па добро, значи, видете. Немојте тоа да го отфрлате, немојте тоа. Ги разликувам јас тие погледи, доволно искуство во животот веќе имам. Ова е заканувачки, значи не Значајно ме погледна, значи не воодушевувачки, тука заканувачки. Го прашав дали се познаваме. Не, ми рече, седна 2 минути застана на масата, ниту вода не се напи и стана замина, за да утре дента Паула, после 2 недели од како имаше емисија во која ја кажа дека има чаршитски муабети, дека Лидија Зимбовска земала подкуп, и стигне барање за извинување или повлекување на тоа што е кажано.
Значи, после средбата, откако не виде дечкото, утре дента Паула тој у емисија го призна и го кажа, да, утре дента ми стигна. Можеме ли едно по едно, Меѓутоа, бидејќи многу работи кажавте? Исто ја повлече, исто ја повика Паула и Лидија да дојде во емисија да си образложи, да си каже што има, како има. Сега можеме едно по едно, нели, да Тоа објасниме? го потврдува само фактот дека Ѓоко Ристов некому сметал во апелационен суд, од причина што откако се отвори приказната за председателката дека треба да стане уставен судија, се отвориле апетити кај Лидија Зимбовска и истата почнува да ровари со одредени адвокатки, колешки судии и обвинители на кои што Ѓоко Ристов како човек, како авторитет не им одговара. Така да прославува лани 25-та на 1 јуни роден ден во Трибека и од сопствениот роден ден ја снимува саат и пол, за да се врати после саат и пол и каже, извинете, јас морав да отсуствувам од сопствениот роден ден. Следете ме убаво што кажувам. Да си заминете, значи нешто многу хитно гори. Морав да се видам со одредени луѓе кои што знаете за ова што бркам за председател. После тоа почнуваат анонимните представки од стручни соработници кои што се злоупотребени, а на сите стручни очите се насочени кон одредена судика. И истите на 15-12 на годишен колегиум, која се присутни председателот на судот, сите судии, сите стручни соработници, даваат едно известување и барање за преземање на действија до председателката, да се обрати и до обвинителството, затоа што велат дека ние не стоиме зад анонимната представка подпишана како ние стручните соработници и велат, ве молам, дека Ѓоко Ристов е еден од малкуте судии кои со нас се однесува пред се како човек, не почитува како личности, од кого сме третирани од негова страна како рамни на него соработници и колеги. Бараат од председателката да поведе постапка против еден лице и ова да се истражи. За ова не се превземени никакви действија. Да, и не е анонимна представката, еве која камера ме фаќа, не знам. Еве ги сите стручни соработници се подпишани. За да ве разбери публиката, треба едно по едно да го објасниме. Значи, вие сметате дека има два судии. Едниот е Ѓоко Ристов, а втората е Лидија Зимбовска. Зашто 20 судии? Кои се поврзани со Фехми Стафа, со тој Јас случај? не велам. Значи, како велите? Во разговорот од 6 минути... Не се извинувам. На 25 мај, на Фейсбук, вие велите каде е другата пријавена апелациона судика, за која е барано и примила подкуп, за разлика од Ристов. Кој и зошто ја крие? Сител телевизија, има прилог, вие сте го земале како пренскрин, прилог, почну судењето за апелацијскиот судија кој во ЗИД сокри 350.000 евра. Доле коментар, вашата мајка Весна Зорич претпоставам. Вие велите каде е другата пријавена апелациона судика за која е барано и примила подкуп за разлика од Ристов. Која е таа друга апелациона судика? Која? Значи, во разговорот помеѓу Искра Хаџивасилева, обвинителката, и Љупчо Пецов, дека сакам да пријавам дека мојот адвокат Фехми Стафа бара пари за Ѓоко Ристов и за Лидија Зимбовска. Разговорот трае 6 минути и 17 секунди. Од кои причини? Обвинителката е селективна и превзема действија само према Ѓоко Ристов, извинете, а ниту едно процесно действие не превзема, дури на разговор да ја викне Лидија Зимбовска. Лидија Зимбовска и ово што го пратила не е случаен човек. Во разговор од 6 минути и 17 секунди. Да. Љупчо Пецов, Ѓавалот и Фехми Стафа вели два суди, Ѓоко Ристов и Лидија Зимбовска. Да. Се барало за Ѓоко Ристов и за уште една апелациона судика, тоа вие го пишувате. Да. Значи се барало од Фехми Стафа за двајца, за Ѓоко Ристов и за Лидија Зимбовска. Вие всушност Ја и Вибер комуникацијата на Фехми Стафа со мене, извинете, вика жената е за. Вие всушност тука ви е проблем дека другата судика не е ставена. Ако Ѓоко Ристов во Вибер комуникацијата со Фехми Стафа е против да донесе позитивна одлука, а жената Фехми Стафа ми вика дека е за, зошто е за? Ите од кога Facebook комуникација стана? Не Facebook, Вибер комуникација. Вибер комуникација стана доказно средство. Ама не доказно. Има признаено.
15 месеци. Се обидувате да го пренебрегнете. Ама јас ви кажувам зошто признал човекот дека така. земал пари, дека земал бележени пари 50 или дека сестра му Ама на многу Лјупчо било Пецов, лесно да дека го пушта тоа е да за ги однесе, да видиме дека кај тоа е ќе за ги трговија однесе. со внимание, за влијание. Дури и на дека прашање средби правеле, дека имале транге, франге, операции во кај целиот отидовте тој па период. не е така. И се велите, ама и друга судика има. Која е Лидија Зимбовска? Па она зошто е Зошто, бидејќи Лидија Зимбовска сака да биде председател на апелационен суд. Точно. А кој треба да биде председател на апелационен суд? А Ѓоко Ристов никогаш не изјавил дека сака да биде председател на апелационен суд, тоа беше желба на вработените. Зошто Ѓоко Ристов требал да биде? Бидејќи стручните служби, секретарките, сите вработени писарите, суди, сите знаеа дека само Ѓоко Ристов може ред и во поредок да Мислите? поведе во... Да, затоа што го познавам и од подблиску и како професионалец и важи за еден од најквалитетните Еве. кривичари во државата. Што пишуваат фактите? Кои факти? Кој пишува? Фактите. Ама кој? Фактите, Изворот кој ви е? фактите го говорат тоа. Изворот од што ви е? Низ годините. Ама Во кој вика Ама ова? добро, сега ќе ви прочитам, па вие ќе видите. Затоа што може да е шпекулација, Преку затоа го... прашувам. Па, кај да знаете вие? Уште кој не сум ви кажал. Не, изворот кој ви е? Ќе ви кажам кој е Ајде. изворот. Низ годините повеќе пати аплицирал за апелационен судија, како и за председател на кривичниот суд, но не беше избран. Се до 2020 година, кога на власт е СДСМ. Значи, повеќе пати аплицирал да биде избран за апелационен судија и неколку пати аплицирал Два за пати. Па добро, тоа е неколку пати. Зошто да не? И не е избран. Ако толку многу го сакаат, Ама не сручните бираат служби, вработените? не бираат вработените. Бира судски совет. Добро. И Ѓоко Ристов никогаш Па не сега изјави како дека го ќе се... користите како факт дека вработените го сакале кога избира судски Не, совет? вие погрешно ме Тога толкувате. тога станува Ве апела- молам, немојте, полека сега, значи, како Ѓоко како Ристов, не. ја не реков дека Тога станува сакал да апелационен пријави. судија како 14-ти од 20 кандидати. Значи, Добро. тој е 14-ти на На ранг листата листа, добро. од 20 кандидати. Да. Пред него има повисоко рангирани судии, но тие не се избрани. 2020 година. Па не добиле доволно На број директна гласови. линија со струмичкиот картеле. А, од Тоа кај се ви е обидувам цело време. Па Лјупчо Пецов, ѓаволот, афера, керозин, тритерол, тоа се дел на струмички картел. Значи не смел министер за правда да интервенира кај Ѓоко А кој Ристов. беше министер за правда од тој Па период? тогаш била и Рената, па била и Бојан Не, Маричич, не па знам бил и дека Крешник Бекти, дека Кренар министер Лога и за така правда натаму. е Ергира. Значи на директна линија со струмичкиот картел, значи тоа е целата. Ја не знам Тие дека сме биле на средуваат- директна тие линија, средуваат фала ви. преку регулаторна комисија фирмата да добие веднаш дозволи, Тоа не лиценци и навлегувам така ја у натаму. нечи немојте, бизниси, ама значи, не, дури сакате да ја разводните после, се од емисијата. 2008 година. Збориме од за 2000 нешто од друго, 2008 збориме година. сега за обвинението на Ѓоко Ристов. Конкурира за апелација, конкурира прв човек на кривичен суд и го одбиват. Значи 12 години, вите тоа е една упорност. Па ја да зашто? тренирам, Па има- па ја пола да суди ја да исто. тренирам 12 години на Олимписки игри, ќе одам А сега не знам нова колку сте упатени во нова судството, возраст. меѓутоа суди до пензија конкурираат во апелација, па не ги И избираат. дури до 2020 година не успеа. 2020 година, кога Зоран Заев е премиер, тој е избран да биде член на апелационен суд. И што е спорно тука? Кое време вас ве избират? Државен правобранител. 19. Така како што, а кога е заменик државен правобранител? 23. Кој е на власт тогаш? А што има врска тоа? Не, кој е на власт тогаш? СДСМ и ДУИ. Дали вашиот татко е дел на СДСМ? Да, Дали вашиот татко е во дел на комисија за култура и образование на СДСМ? точно. А што има тоа врска? Не, Дека забрав- дедо му ургирал да го Не, избере ма за јас ве- судија? ма јас ве прашувам, зашто се смеете? Не, ама не ми е логично прашањето. А, ако ви поставам и други прашања, све ќе ви стане логично. Дали пред доаѓањето на техничката влада 2024 година има обид за ваше разрешување Нема обид. од заменик, тогаш Агрон Речи, Добро. кој е државен правобранител, Убаво што го и спомнам. министерот за правда, Кренар Лога, Кој му е на другар, седница, да. на седница на влада, бараат ваше разрешување. А зошто? За да бидат бидејќи во неколку случаи, според нивно толкување, сте оштетиле државата и буџетот на државата. Основа на јавното, односно на државното правобранителство е да го штити државниот имот. Процениле дека во неколку случаи Баш ми е мило што Сте го го отворивте оштетиле. ова прашање и ќе ви одговорам. дали тој случај е затворен уште?
отфрлена е кривичната пријава затоа што Не, дали е случува за ваше разрешување? ама не е веќе ни основан, не е од овластено лице поднесен. Значи, уште Зошто да ме разрешат? Вие сте на таа функција, така? За да разрешите некого, сега не знам дали сте упатени како оди таа постапка. Не, само За вие, да- само вие еве- до Бористов сте упатени, ние ништо не Не, знаеме. не, за државни Со правообранители такво, разговарам. нели, со такво подценување, нели, со цело време и така. Кого не знае подценуваме? унителката, не знае Феќ Мислафа, не знае овој, не знае Лидија Зимбовска, не знаете. Ај, само вие. Па Лидија Зимбовска дека Само не вие, знае, тоа со две раце ви само вие. потпишувам. Од тоа пати Лидија Зимбовска, затоа што Ѓоко Ристов на неколку пати знаеше да изрече Зимбе затвори предметот, спреми го па дојде. За една жена што не знае да најде лозинка, да пријави стан од 143 Не да не знам. квадратни. Обид направив, Сте меѓутоа не многу- прифаќаше Сте многу арогантна и системот. суетна. Не Видите? сум воопшто. Јас на А, вашо да се место, навратиме на Ако не знам да прашањето. најдам лозинка за да пријавам стан, да пријавам гража, да... Ама не сум јас технички, стварно. Со техника не баратам многу. Па тоа не треба техника, Е, треба па волја, како? треба Не, волја, отидов јас Зорич, 2-3 треба пати волја. таму. Меѓутоа Во ми одбија. рекоа, Во одбија, Не, рекоа, не не, ме ќе го одбија, гони рекоа меѓу- сами дома ке си. Ја реков ако може да ми Добро. помогнете сами. А прашање да се навратиме на Ајде. прашањето за Агронричи Ајде. што го Ајде. отворивте. И баш ми е мило што го отворивте. Добро, не ми е мило. Затоа што Агронричи ничем изазван, еден ден реши да прати една колешка и да ми одземе 6 предмети. Јас со Агронричи се немам ниту преречено, ниту Добро. скарано. И после неколку месеци он ми поднесува мене за да стае негова миленичка за заменик, која што под притисок на јавноста по само 3 недели сама си се повлече. Добро. Јас под притисок на јавноста не се повлекувам. Добро. Кога сум чиста, ако сте чисти, ќе си останете, нема да се повлечете. Истиот ми поднесува кривична пријава Тој. за 3 предмети. Да. Добро. За еден управен предмет, зашто сум пуштила тужба во управен суд и сум повела управен спор, за пуштање тужба, а тужба се пушта за да се заштити имотот на државата и интересите на државата. Да не сум пуштила тужба, би сгрешила. Во другиот предмет, дека е стечаен, дека јас не сум го известила Централниот регистар дека се води стечајна постапка. Тоа по законот ниту е овластување, ниту обврска на државниот правобранител, тоа е обврска на стечајниот управник. И третиот предмет, во кривичен предмет, зашто не сум поднела граѓанска, која е веќе ослободителна одлука. Господин Зорич, додека трае постапката за ваше разрешување, не се извинувам. Ама немало постапка Не. за моје Па, разрешување. знаете Само ли- он предлог. знаете ли А не зашто? може предлог Знаете да... ли- Ама видите знаете ли сега. зашто нема? Не може Бидејќи предлог за кога ќе разрешување почне- да бидејќи пуштите кога ќе од биде- личен Ама не е анимозитет. така. Сега видите. Публиката, Треба да се води постапка. Публиката тоа мора да го знае. Мора да го знае, Бидејќи во точно. јануари 2024 година доаѓа техничка или пржинска влада. Во мандат на техничка или на пржинска влада не може да има именување и разрешување, бидејќи тоа се коси со изборниот закон на Република Македонија. Добро. Затоа не сте А разрешени. зошто јануари? На прва Февруари. Па, он, 2024-та. не, ама он во мај месец ми пушти предлог за разрешување. И на тоа прва, не на знаев прва, јас, на дознав прва, во на обвинител. прва наредна, не, нема тоа ќе ставено од министерот за правда. На прва наредна седница вие треба да бидете по избор на нова Не, влада и така. завршување избор треба да разрешите, Не, не не, сигурно. не, не. Додека За да се трае- разреши еден додека правобранител. трае вашиот случај, Миле Зечеви, дека трае конфликтот со Добро. Агрон речи, Миле Зечевиќ и Артан Груби покренуваат постапка за разрешување на Агрон речи. Грешка. Да. Не, Миле Зечевич не е инволвиран, додека- они си се пријатели. Додека трае тоа, го запалуваат кафичот на Агрон речи во Охрид. Јас со тоа немам врска. Не знам. Ама видите, Кафичот е запален во само трупој покрај патот. Не, видите, Има, кафич, мешате а работите. вие Кафичот не е види запален, комомина, а не знаете, се знаете зашто е запален. кафичот е не знам зашто е запален е во февруари или март, а предлог за разрешување е пуштен во мај. Така едното со другото не коинцидира. Има, За да поднесете предлог ама, за разрешување, знаете треба каде, да знаете ли каде ја манипулирате јавноста? Ја не ја Има манипулирам. две постапки. Од Агрон речи и од Министерство за правда. не може Министерство за правда Да, не е има- овластен да поднесе предлог за А разрешување. кој ви избира? Влада. Влада. Да. Епа како нема? Епа владата може. Епа.
Ама за да се Министерот покрене... за правда е составен дел на владата или не? Ако, ама не може да се стави на дневен ред, да се разреши државен правобранител. Така направија со еден колега, па еве постапки се водат. И веднаш по завршување. Значи јас треба да добијам да се произнесам, да е утврдена нерегуларност во моето работење. На изборите, Агрон речи си поднесе неотповиклива оставка на функцијата државен правобранител, а е бил ваш колега. Но вашиот случај е затворен. Не е затворен. Неоснована е предлогот за разрешување, не е И вие сте се уште на таа функција. И ќе бидам, затоа што совесно, честно и одговорност ја вршам функцијата. Сте размислувале да бидете нотар, односно да побарате да добиете лиценца? Не, тоа ми сум положено нотарски испит, да, ама не го гледам тоа после дека... приведувањето на вашиот сопруг, тоа е невозможно да биде реализирано. А зошто да не е невозможно? Не би било. Мислам дека кој е Министерство за правда на сопруга на некој... А што сум сторила јас? Прво за Ѓоко Ристов треба се докаже дека се негови парите, од кое кривично дело, за кое, а не вака како што лута еден стан, друг стан, па трет, па против правно влијание, па предмет што го изгубила обвинителката, па висшиот обвинител ја повлекол жалбата, па го става во обвинение, па дали сме го поправале телефонот у приватен телефон у мобилара. Вие може да ставите глава во песок за се. И да ги обвинувате обвинителите, истрагате и така натаму. Ја познавам колеги обвинители прекрасни Лидија Зимбовски и така натаму, но тоа не го негира фактот дека во клучни случаи вашиот сопруг е замешан. Во клучни случаи. Затоа што не е замешан, затоа е инволвиран, за да им го пушти патот. Јули 2021 година. И не ви докажав, значи за да треба да се разреши, треба да се поведе постапка, да ми достават на мое произнесување, дали сум сгрешила негде по одредена констатирана грешка, па откако ќе се утврди нерегуларност и во моето работење, тогаш се става на дневен ред за разрешување. Значи јули 2021 година трочлен судски совет на апелационен суд во Скопје го отврла барањето на Сашо Мјалков да биде ослободен. Не сум запозната за тие предмети, па не сум што ме интересира мене ама тоа е главното обвинување. Министер за правда излегува и бара истрага, бара реакција на судски совет. Кој министер излегува? Бојан Маричич. Па сега викате дека Бојан Маричич не спасувал или ургирал Ѓоко да се пред малку рековте да го изберат за судија во апелација, сега викате дека излегува. Јас реков дека Зоран Заев ургирал. Не, Маричич, ја ве прашав кој биле министри за правда, вие меѓу Рената го спомнавте и Маричич. Не дослушувате. Дека не сме министер за правда во тој временски период кога Зоран Заев е премиер или ја контролира владата, да му се јавува, да интервенира или било што да прави во однос на Ѓоко Ристов. Тоа е Извинете, не прашав кому се јавил? Министер за правда. И јас ви велам дека министер за правда не може да реагира во однос на Ѓоко. Тоа е дел на стекнато право на Зоран Заев. Тоа е целата работа. Тоа јас ви кажувам. А не ве разберам зашо да ургира министерот за правда. Унапреден од Зоран Заев, тоа сам да ви кажам. Контрола, комуникација со Зоран Заев цело време. Нема комуникација. И како нема комуникација? Кога Зоран Заев е силен, тоа е летото 2021 година. Не се прифаќа барањето за ослободување на Сашо Мјалков. Кога паѓа Зоран Заев по локални избори, тоа е декември 2021 година. Истиот трочлен совет. Па нели едно време се пишуваше за Ѓоко дека е од тефтерчето на Гордана, како се стана на Зоран Заев? Истиот трочлен совет, па ќе дојме како ги менува, како метаморфозира. Истиот трочлен совет, декември 2021 година, го ослободува Сашо Мјалков. Јас не можам за туги предмети да одговарам. Ја можам во емисијава да разговараме за конкретниот судија. Како што и Ѓоко Ристов за мои предмети не може да разговара. Енвер Беџети завршува на американска црна листа. Ама ми разбирате? Едниот судија кој го ослободува, тамо се тројца. Ама јас... Тања Милева гласа против ослободување. Ама џабе ми изборите мене, ова јас не знам. И Ѓоко Ристов. Ма како не бруја цела, македонска... Ама имате погрешен соговорник. Јас и вие може да разговараме за конкретниот случај, сега што се води за... Енвер Беџети завршува на црна листа, а ве велите Ѓоко Спасов принципелно работи. Да. Ѓоко Ристов се вином, да. Да, и така е. Па тој се спаси да не заврши на црна листа. Зашто? Колку предмети има Стојанов Јока? Еве судскиот совет нема. Па еве беше судски совет утврди дека нема. Колку предмети има застарувано? Ѓоко Ристов беше сега кога ги распределуваа предметите во апелација на другите суди со нула. Една пресуда, дури после 62 дена
Нема изречено. По завршување, која треба да дај? По завршување последното рочиште 62 дена, што е спротивно на закон. Тоа го има утврдено. Јас можам со вас да разговарам за конкретниот случај што се води за сегашнава судска постапка, а за во други предмети што одлучувале, со кои колеги одлучувале и како одлучувале, е стварно неблагодарно затоа што ја не сум. Дома не сте разговарале? Па сега ја ќе разговараме дома за мои предмети, за на Ѓоко предмети не мога. Не сте го прашале добро. Не. Добро Ѓоко. Како го ослободи Сашо Мјалко? Зошто да го прашам? Па он си знае што треба да работи. Добро, вие правнички например сметате дека треба да биде ослободен Сашо Мјалко? Некој не бара моје мислење. Ма еве јас барам. Па ја не сметам дека сум соодветна да одговорам затоа што малку работам кривична материја. Не сте. А сте соодветна за Лидија Зимбовска. Тоа е надвор од постапка и нешто кај што се однесува на мене. Се соодветна да говорите за криминал сторен, за пари, за мајка во гериатрија, за убиства. Па сега тоа ќе преразгледате малце по портали вашиот покоен новинар Саше Димовски што пишуваше, па ќе прочепкате, ќе видите. 11 јуни, 5 часот и 30 минути. Мојот херој, мислите на сопругот Ѓоко Ристов, кој ќе издржи се за своите сакани, односно ние Зорич Ристови, ЛЗ, мирно спиеш. Кој е ЛЗ? Па и знаете веќе. Секој не фрла мајка во гериатрија, а носи кошула од 600 евра, со плата која што сите ја земаме подеднакво. Кој парадокс? Тоа вие го пишувате. И па пошто викате дека јас одам до терена. Па продолжувате. Но особа без никаков кредибилитет и неморални квалитети, со криминално минато, тоа се драматично винување, имала амбиции да биде веде председател на споменатиот суд. Епа, почитувана судике, немаме страф, а и нема да не замолчиш, Велес не е далеку, но вистината од минатото надалеку е слушната и тие што не ја знаат ќе дознаат. Која вистина треба да дознаат? Не би сакал за приватниот живот неизин да дискутирам. Сите знаеме кој во каков морално вредносен систем живееме. Македонија не е малецка. Каков криминал? Односно криминално минато има направено ЛЗ. Ке се отворите по порталите, Саше Димовски имаше написи за тоа. Ке се запознае јавноста. Јас не сакам да устата моја. Зашто не сакате? Па вие тоа го пишувате, значи. Па ја не го пишувам што конкретно сторила и како сторила. Сте во емисија која е забранета. Еве што сте кажале? Па видете, некој се плашил очигледно самиот факт. Еве јас не се плашам, велам кажете што имате да кажете. Самиот факт што под лупа не се емитуваше, само по себе потврдува дека таму се изнесени вистини, аргументи и докази дека некој е во паничен страв вистината и другата слика да се создаде од она што се презентира во јавност. Тоа е емисија која требаше да се емитува на телевизија Алфа. Да, под лупа емисија. Која е снимена, монтирана и одобрена. Но не е емитувана. Да. Значи вие како овој Душа Макавеев, црниот бран на филмовите во поранешна СФР Југославија. Жаргонски кажано, филмовите во бункер ви ги стават. И како велите, причините кои не се поради кои не се пушти емисијата е стравот во коски на одредени ликови. Да. Што страфот коски? Па не знам од што се плаши Лидија Зимбовска. Еве имате можност, ако е слушнале, ако е преслушале, ако е монтирале, значи знаат што имате кажано таму. Што тоа сте кажале толку страшно и спектакуларно за некој да ви ја забрани таа емисија? Самиот факт што Лидија Зимбовска покажала амбиции за председател, а сакала да го елиминира Ѓоко Ристов од трката за председател на апелација и оваа кујна што го спремила сето ова, за да се оди од еден стан па на друг. Треба конкретен случај. Парите да се докажат, ве молам. Парите дека се на Ѓоко Ристов и од кој кривично дело. Понатаму ние нема што да разговараме. Господи Симона Ристова. Председател на апелација да не предземе действија. Дека вашиот сопруг е наместен за да не биде председател на апелационен суд. Да биде Лидија Зимбовска. Да. Тоа се двете имиња кои во разговорот на Феми Стафа и на Лјупчо Пецов Ѓаволот се спомнуваат. А зошто не се преземаат действија? Која штити Лидија Зимбовска? Не, јас ве прашувам. Вие нели сакате да говорите само за сопруга, за други работи не сакате. Еве ќе говориме за други работи. Ама овде лично дека Лидија Зимбовска праќа госпожата. Вие велите земала пари и некоја штити? Јас не Дури велите дека
Имате таму Самиот факт што обвинителката на Ѓоко му кажа дека јас сум сигурна дека тие 30.000 евра во октомври, сум 100% сигурна, на Ѓоко му кажа дека не завршиле кај тебе. На Фехмистаф. Значи обвинител ова го вика. Добро. Значи завршиле? Фехмистафа вика жената е за, Ѓоко е против. Како вели Евица Зорич. За тоа ли пријавената апелациона судика која примила подкуп, чие име свесно се прикрива, ми испреќа емисари на службите, имате таму некоја формулација заштитен. Да, така сведок. човекот му рекол нататко ми. Дека Заштитен она е заштитен сведок и мести суди. Еве ми Мести прочита. суди. Она е Што под тоа- заштита и е заштитен Добро, сведок тоа и го мама прочитавте, да нели? мести. Да. Знаете, малку ми е чудно, некој маскиран човек, со наочери за сонце, во мало сокаче да го начека вашиот татко, Во темница. во темница, и прито да е толку глуп, а од службите, да окаже името на Ама службите ви е напишано наводници. да окаже името на судиката. Ама вие Нели малку? во наводници вие добро, службите. Еве службите. Да. Значи не се Не службите. знам јас дали се Добро, службите, ги он се пратила. представува И така. И тоа значи дека било кој платен убица, некој извршител на било нешто, кој ќе дојде да изврши работата, му го кажува на тој што треба да го заплаши, да го тепа или било Не, што друго, знаете. кој е нарачателот. Тоа значи дека овој што кревал со автомобил Тоа е бомба нивниот Киро mindset, требали Глигоров, да ги прашат. требал пред хотел Брислов да излези и да речи Слободан Милошевиќ или не знам кој друг, го крева Киро Глигоров во воздух бидејќи не сакал да прифати. Тоа е Нели малце, мајндсет на секој човек. Добро. И Така ги е. истиот ден за неколку сати Добро. кога се случува, откако јас ја сретнав и кажав и да испратите некој емисар на ваков начин. Работеле ли заедно? Ѓоко Ѓоко Ристов и Да. Лидија Зимбовска. Имат ли некој, да речеме, предмет што е познат во македонската јавност? Не знам, меѓутоа- Каде што заедно биле. Само можам да кажам дека во текот на 25-та година 3-член совет беше Ѓоко, Лидија и уште една судика. Добро. И на председателката Мери Дика во 2 наврати стига порака со ликот на еден од починатите за 27 Добро. април, кај што и вика дека двете апелациони судики, членови на кривичниот совет, ми бараат толку и толку за да се донесе таква и таква одлука. Мери Дика ги собира трочлениот совет и самите двете судики после откако ми ја прочитува таа порака сами се повлекуваат. Одговорот валјда бие јасен. Минатата година пролетта, април месец, Бојан Јовановски или популарниот Боки 13, апелациониот суд во Скопје, пресудата за рекет му е намалува од 9 на 5 години. Значи му спасува, му намалува 4 години. Знаете ли кој е трочлениот судски совет кој тоа го прави? Не. Лидија Зимбовска, Ѓоко Ристов и уште еден. Зоран, презиме на Д. Значи Лидија Зимбовска и Ѓоко Ристов не се баш така скарани. Кога треба се и добро усогласени. И му намалуваат 4 години затворска Судски казна. одлуки, видите, не можеме да коментираме. Пролета 2024 година. Едно-две интервјуа на Бојан Јовановски или Боки 13, каде што раскажува за рекет, раскажува за Зоран Заев, за Венко Филипчи и така натаму. 700-800 илјади прегледи, многу ме навелат барем малку влијаеле на изборите во Република Македонија и тешкиот пораз на СДСМ и победата на ВМРО-ДПМН, и некој очигледно му должи на Боки 13. И тоа го спроведува меѓу другите и што вашите. го Има ли комуникација пријателски? Има ли средби? Ѓоко Ристов и Боки 13? Не се среќавале? Не пиеле кафења? Вика дека многу често се гледани заедно. Каде? Во Карпош, во ресторани, во кафичи. Боки 13, родителите живеат на нашата улица и само имам комшевски поздрав, а со него не. Случајно, исто како со Фехмистафа. Не, Зуре тука, па често пазарат. Па па вие, се значи, среќаваме. на многу фреквентна улица живеете, господјо Се па Симона сега Рицич. на иста улица живеат родителите, меѓутоа ја немам некоја Бидејќи посебна јас немам комуникација. судски случаи, бидејќи не зависам, не ми треба Ѓоко Ристов. Меѓутоа, Ние видете, прв пат сега судски се гледаме, еве вашиот сопруг не сум го видел никош. Судски одлуки не можеме да коментираме, меѓутоа нема Овие кои се осудени, комуникација. кои се направени, кои се вака, кои се онака, Како? редовно се среќаваат со случајно со Ѓорги Ристов. При тоа Ама кај се среќаваат случајно? При тоа не кажавме за Фехмистафа.
Ја не знам дека Ѓоко Ристов и Буки 13 се среќаваат. Еден многу битен детал, дека тој е избран на таа функција на предлог на партијата на Африм Гаши, сегашниот председател на собранието, по директно барање, како што вела добро упатените, да не речам злобниците, на Зоран Верушевски, кој му тргува со влијание, ние ќе ти помогнеме да ги добиеш печатите, тоа е конфликтот во Беса, но Фехми Стафа треба да биде државен правобранител. Фехми Стафа е дел на комисијата за помилување на Стево Пендаровски. Ама што има тоа врска со мене? Кој е избран Фехми Стафа? Јас сум била во Врховен суд. Дека тој е Ташњаревиќ на целиот процес. Не само Јас со Фехми Стафа не сум во најдобри односи. Ма сте работели заедно? Па, нема врска. Јас ви кажав. И заменик председател. Не сум била заменик на Фехми, сум била на Агронрич. Да, значи сакате да кажете вие дека вие сте во лоши, а вашиот сопруг е во добри односи. Не во лоши, меѓутоа ја не сум во некој стјајни нешто, некоја близина да имам со Фехми Стафа. Ние може за разлика од Ѓоко Ристов кој има близина со Фехми Стафа. Па зошто мене ми пишувал Фехми Стафа, моли го Ѓоко И Версаче помилувањето е трговија со влијание. Кој е Версаче? Па овој што е Беланоца од Арачиново и така натаму. Мислам дека јас сакам да ги разграничиме работите. Сериозно сте во не сме ние сериозно и не е убаво и затоа јавниот линч што се направи беше тенденциозен. Еден обвинител која има отсуство на докази, на аргументи. Информирани ли сте за аферата со злато? Израелски државјани фатен на граница со неколку Ама сега вие ми редите предмети на Ѓоко Ристов. Јас стварно не знам за предметите. Ама не само да. А и не би било во ред се дома да ми кажат. Публиката треба слика да створи. Да, ама не разговараме ние дома за секој предмет. Со неколку килограми злато. Добро. Не, дали е вообичаено. Вашиот сопруг го ослободува. Не, мојот сопруг не може да го ослободи затоа што не носи само одлука. Да се брани од притвор и бега израелецот. Не одлучува Ѓоко Ристов. И бега израелецот. У Ѓоко Ристов во 5-член совет. Во која аз веќе знаете. Не, па ова дело го суди 5-член совет. Барем тоа знам што се суди у тројка, што се суди у петорка. У 5-член совет председателот на советот гласа последен. Така да Ѓоко Ристов веќе кога гласал, одлуката сигурно била донесена. Петтиот глас не е присудувачки. Ова како Киро Глигоров, кога се расчистува со либералите во Македонија и во Белград. Благодарам што ме споредувате со Киро Глигоров. Јас му велам председателе, на она фотографија кога се расчистува со Ненезиć, со Латинка Перовиќ, со таа екипа, нели, со Савка Дапчич, Кучар и така натаму, вие сте на фотографијата до Јосип Брос Тито. Да, вика, случајно закаснив, нешто работа има во министерството, задоцнив и немаше друго место до Тито ме седна. А тамо во стенограмите, последен зима збор, растур систем прави така натаму и така. Така е вашиот сопруг. Тој бил последен. Ама видите, така тоа е лобирање, договарање, правење, тргување. Дали имало такво нешто или дали некој влијал на некој суди и како и што, тоа навистина не знам и не е во мој домен. Исмет Гури, Титаник 3. Ама џабе ми ги редите ви мене предметите, ја не само да знам. слушни публиката. Ама што да слушне публиката? Јас сум тука дојдена и ве молам да го почитуваме договорот што го направивме кога се договоривме, дека јас не можам да разговарам за предмети за кои што не сум позната. Можам да разговарам за предмет како судија во кривичен суд во Скопје. Му суди на Исмет Гури. Добро. Кога оди во апелација, му суди на истиот Исмет Гури. За истиот случај Титаник, број 3. Тоа се тамо случај на специјално тајно обвинител со некој избор на Видете, судија не може да памти што судел у прво степен па у второ степен. Судијата известител кога добива предмет, ве молам, па тоа сите суди го знаат. Значи сега јас не треба дозволете ми да кажам. Кога си доаѓа предмет. Јас сега не памтам. Дали со Денко Малевски сум снимал прв пат сега. Јас се исто ќе ви кажам, не ги памтам сите предмети заради тоа што снимал уште 4 пати претходно. Да бил известител Ѓоко Ристов, ама ве молам. Значи не памтите. Вие, судијата известител, не, судијата известител
е должен кога почнува. Должен да се иземи. Ѓоко Ристов не се изема. Судскиот совет. Не. Кој треба да го разреши, бидејќи има такви случаи. Значи 10-2 гласа да биде казнет 15% од платата. Ѓоко Ристов требал да биде известен од судијата известител дека учествувал. Основно првоначално правило кога ќе се отвори предмет на судија известител гледа дека дали членовите на советот учествувале у претходниот совет. Првиот момент кога Ѓоко Ристов видел дека учествувал во советот се изема. Господио Ристова. Повелете. Разрешен ли е вашиот сопруг од судски совет? Не. Добива ли уште плата? Да. Тоа е 80%. 100. 100%? Да. Толку е мокен што му се плашат и во притвор? Не му се плашат, законот е таков. Законот е таков? Да. Тоа ли октопот што го вели Бранко Црнеков? Гледате, вака кога ве слушам и ко читам што све се правело, што све се случувало. Вие не сте жртва на системот. Напротив, системот е ваша жртва. Са тешки зборови кажавте. Па не. Па не е баш така. Во конкретниот случај Ѓоко Ристов е жртвата, колатерална штета, затоа што за да имате вие обвинител кој што има сигурно обвинение, има докази, оружјата ги мери во судница, не му треба хајки по телевизија, јавен линч го нема Ѓоко Ристов на граница. Го познавате ли Ангел Ристов? Па нормално. Тој ви е девер. Да. Или брат на вашиот сопруг. Тој е професор на правниот факултет во Скопје. Да. Ова е одлука која може да се види на правниот факултет во Скопје. За избор во наставно научно звање. 1 март 2022 година. Добро. Повторно истиот тој СДСМ. Што има врска на факултет партија? Ангел е еден од најплодните професори кои што имаат објавено книги и трудови. Гледате, брат на правниот факултет, сопруг во кривичен па во апелационен суд, вие во државно правобранителство, врски на сите нива Фехмистафа. Овој беџети кој завршува. Фехмистафа се алфа и омега државата. Добро, он не е играч за подценување. Јас ви кажав, никој не го подценува. зато јас ви цитирав каде бил во комисија за помилување, па државен правобранител, па кривичен соработник во кривичен суд и така натаму и така натаму. Тој е сериозен играч. Енвер Беџети на црна листа завршува како судија. Не сакам да коментирам за ликови за кои што... Тоа ли е октоподот што го нарекува Бранко Црнековски? Не знам јас за каков октопод и кој како најавува. Јас можам повторно ви кажувам дека... ви дава шанса за Лидија Зимбовска. Сите ве прашам три пат... овој предмет ме интересира. Кој предмет? Сега што се води за Ѓоко Ристов, затоа што јас повторно ги потврдувам дека е хајка за да се сокријат одредено здравоусторничко здружување помеѓу суди, обвинители и адвокати. Добро. Кои се тие? Недостајме нешто и на органот на прогонот да открие. Добро, еве помогнете му. Еве доволно еден човек кажа. Еве допрен глас нека биде. Еве еден човек го кажав, нека тргнат од еден. Например, со кого контактира, кај затвара кафани, со кого се дружи, што преговара. Кој ја посетува дома, има сейф сити, има камери, ќе видат, ќе истражат малце органи. Значи, вие не знаете кој вас ве посетува дома, но знаете кој ја посетува, например, еве, ЛЗ. Не знам, еве, нека си од видат органите на прогонот и ве посетува што јас го кажувам и јавноста го кажува и обвинителката и истрагата тоа го кажува. Вие се уште сметате дека вашиот сопруг е невин? Да, 100%. Негови траги се најдени на алуминиумската или каква фолија со кои се запакувани парите, со кои се ставени во зидот. Да, мило ми што ми го поставивте прашањето, затоа што бев на последното судење, кое што и тонски се снима и е забележано таму. Вештаците во МВР биолошката вештачења што ги извршиле, тврдат дека тоа е само статистичка претпоставка дека може да се на Ѓоко Ристов, не се кажува од што се, дали е од... Кој тоа го вели? Вештаците што ги изработувале наодите. Дека може да биде секундарно пренесено од причина што Ѓоко Ристов 20 дена пред тој претрес на 18 и 19 јануари бил таму на првиот претрес, повлекувал маси, кујни, кревети. Толку непрофесионално извршен претресот со скинати ракавици, без скафандери, без маски. Дури на снимките и фотографии има кај што се скинати ракавици, па со голи раце се фаќани фолиите, па се ставани од тепих на картон. Има ли на таа фолија ДНК докази на вашиот сопруг? Да, ама се секундарно принесе.
Што значи дека овде била фолијата допрена и Има може. ли на таа фолија траги на братот на вашиот сопруг? Не. Гледате, а станува збор за мајка и татко и нетниот и на вториот. Ама ако ми дозволите. Па еве ви дозволам цело Ѓоко време. Ристов 20 дена претходно бил таму, поместувал, враќал, фаќал, може прв да му паднало влакно. Меѓутоа фолиите не се предмет на спор. вие сте- Судиката треба да ги, значи, а вие сте- обвинителката треба да ги вештачи парите. Значи вие сте драматична жртва на случајности. Зошто парите не се Толку многу вештачи? случајности се Не се усојузени, случајности. толку многу се Зошто усојузени парите не се против вас. вештачени е основното прашање. Затоа Ите. што парите се предмет на обвинение, а не ги чувала 70 Парите дена. парите биле завиткани во фолија за да Дури, не за да е, не па ајде, за да замислете. не ги изедат, за да не ги изедат гловци. Дури ни на селотепот нема траги од во Ѓоко Ристов. 13 парчиња со вкупно 610 банкноти во апоени од 200 и 500 евра, скриени во шуплината зад кунскиот зид, нели, тој е официјален доказ. При тоа во тефтер во кој ставени во тефтер во кој пишувало Сдружение на судии. А што има врска со свекрвата? Еве и татко ми се ова ливчево што ми напишал, може од Сдружение на возач. Значи ставено во тефтер. Ама глупости, ама мислам стварно, дајте да бидеме малце сериозни и конструктивни. Излегува адвокатот Звонко Давидович и вели зашто не се вештачени парите. Па да. Ама не се извинувате. Па тоа на прва година на правен факултет го учите. Пари се вештачат само кога директно сте фатени дека ги зимате. А, не. Па сега велите... Фолија ќе а сега- вештачиме, пари не сега вештачиме. велите, еден дел е земан од фолијата. Е па добро, за да Тие ви се вештачат, механички за уништени, да ви господине вештачат, за да ви Васко. вештачат коса, треба цела коса да ви исечат Не. или само едно делче од косата да ви А зашто вештачат? само на две тогаш има? Значи најдени се трагени, Зошто не само се, на две ама парченца најдени се тогаш? трагели, не се најдени. Бидејќи велите свекрвата и свекорот ги стајле парите вие без да знаете, така? Да. Еве случајно на фолијата за да не бидат парите изедени од глувци, траги ДНК на А Ѓоко Ристов. трагата е доказ. Која е што е? секундарно А што пренесена? А е? не, која е Ама секундарно на што е пренесена? Еве, ај логички размислите. Не, ама што е трага? Па видете, можам да зборувам Ако затоа што ДНК-то- завршив ако- меѓу ако едно ДНК-то- еден. Не. ако ДНК-та- Јас многу добро внимателно Ако слушам и и следам. трагите не се доказ. Значи Тогаш што е завршив доказ? средно медицинско Освен меѓу да го најдобрите освен да го ученици. фатат, освен да го фатат Ѓоко Се Ристов, интересирав како многу. како го лупа и го штемува зидот и ги става парите, за вас Ама ништо со- не е доказ, ама за вас Ама ништо не е како е доказ. доказ? Кога може да е секундарно, Па кога имате ДНК не... траги. Не, тоа Вештаци не е тоа го доказ. кажуваат. Што е? Тоа може да е Значи доказ секундарно. е само тоа што ви одговара. Не, Тоа што не ви одговара не е доказ. не ми дозволувате Кај да ви исклучиле кажам. право, кај исклучиле право, само тие докази што ви Биолошко одговарат. вештачење може кажа самите вештаци. Не сателитско ќе направи. Дека- Сега ќе побарат од дека Илон Маск, може сателитски да ви дај снимки, секундарно ви дај биде снимки, пренесено. дали Ѓоко го штемува Што значи дека јас кога ќе станам од тука, дека овде што може да има влакно мое, прут Господи и Ристо, ногти или Господи кожичка Ристо, и дека утре може да од ме тие теретите пари, за биолошко од вештачење тие- дека тука има од ако тие настанало пари, некој од кривично. тие пари. Кој вашата- Значи, кој секундарно вашата- се кој вашата- пренесени. Кој вашата свекерва ги добива 450.000 евра со продажба на фирма, на друга фирма, нели, за фотоволтаици за електрична енергија, фалат 150 до 200.000 евра. Бидејќи таму се два стана купени, па не се изградени, па нешто биле во градба, па не биле во градба, фалат пари. Да не завршиле тие пари тамо, извадени и тамо завршени. Не се А не мешам ја од знаете. други финанси. А не се. Не, ја можам за моите да зборам, мада и моите не се должни родители, се Да да ви ми кажат. кажат колку пари имаат, што имаат и кој имање дома го имаат. Значи, вие може да бидете пријатно изненадени по отварање на тестаменти. Може. На едните и на вторите. Јас сум единица, ама може. Тоа е добро за вас. Нешто да кажете друго што не сум ме прашал, еве, да не испадне дека она емисија во бункер кој ви е ставена и не заслужувала да биде ставена, бидејќи ја не видов дека нешто спектакуларно, опасно сте кажале што би требало да биде таа емисија ставена во бункер. Вие може мислите дека не е опасно или спектакуларно, меѓутоа луѓето кои што се инволвирани во ова, Добро. знаат дека се пријавени, знаат во секоја каша се умешани, страшно е за нив. И не е сета слика вака како што вие ја прикажувате, дека ние сме исповрзани, дека сега ќе правиме. Конкретно треба да се докаже дека се на Ѓоко Ристов парите и од кое кривично дело. Не да околишеме фехми, ѓаволот, станот, докторот, чиј предмет е ставен у
обвиненија, обвинителката го изгубила заради тоа што не е била издржана жалбата, па вишиот обвинител ја повлекол жалбата, така да конкретниот случај е класична хајка. Јас секојдневно се среќавам со еден куп луѓе и разговарам, особено правници, во фелата тука се среќаваме и обвинители и суди, и сите се свесни дека ова е класична намешталка. Кога стана Ѓоко? Затоа што Кога стана Ѓоко членот Ристов близок до Христијан Мицковски или до екипата блиска на Јас не Христијан знам дека Мицковски? Ѓоко Ристов е близок со Христијан Мицковски. Добро, како може да стане председател на апелација ако не е близок до власт? Ама он не изјави дека ќе конкурира. Па вие рековте дека Не, ја се не реков, плашеле, јас вие кажав рековте дека дека се плашеле. Тоа значи дека сите тие- посакуваа тоа значи Ѓоко дека- Ристов да стане. Тоа значи дека тие имале сознание дека има амбиции, а бидејќи конкурира Амбиција е едно, а два друго пати е да биде да- председател на да. кривичен и неколку пати да биде апелационен суд, значи дека тој е амбициозен. Видете, тоа е нешто- Ако не тој не е разбирам. амбициозен човек, тоа сте ви амбициозна сопруга кој ќе го натера така да размислува. Која конкурирал Вака ми за во изгледате- кривичен вака ми суд. Вака ми изгледате доста амбициозна жена, што значи дека вие сигурно би му ја развиле таа амбиција Јас да не биде сум била со Ѓоко председател. Ристов која првиот пат Да, конкурирал пишува, за пишува, дека судија. дека сте втора Сум била вториот пат која конкурираше Втора, и втора стрекја. Значи, вие стрекја му носите. Му носам. Кога била другата сопруга, не го избрале, вие значи му... не, Нашето влијание... не го избра и тогаш во за СДСМ председател и неговата близина сега, Не. нели, со ова новата власт, нели, новоформираната власт, 2024-2025 Па година. веќе не е нова, има 2 години. Интервенција на власта чекавте, доека Ѓоко Ристов се криеше 2-3 Не се дена. криеше, ви упорно се криеше, Добро, ама не се криеше. доека во Тетово јавно се шеташе. Не, и па јас и Ѓок се бевме дома на Водици, се бевме у Тетово на семеен ручек. Дури службите не следеа, па и пред куќа стоеа со джипот, па ние се позадржавме, па се смени смената возило, друго дојде. Што очекувате, госпоѓо Ристова се извинувам. Како Правда. да заврши? Да, ослободителна присуда очекувам. Затоа што квалификацијата на делата, членот 359А, офаќа службени лица кои што располагаат со државен капитал. А судиите не се службени лица кои што располагаат со државен Некои што капитал. би рекле сега циниците и злобниците, да не речам неблаго наклонетите кон вас. Луѓето кои 20 години делеле неправда во Македонија, сега чекаат правда. А зашто мислите дека Тоа ли е неправда иронија, делели? тоа ли е иронија на животот? Знаете, еве се еден пример ќе ви кажам. Ѓоко Ристов слободно се шета секаде и нема потреба да се крие. Среќавам и луѓе што ги затворил, кои што одлежале казна затвор. Синот има 11 години, лани на 10 години, се зачудува и вика како тато може ова луѓе што си ги осудувал, приоѓаат и те поздравуваат. И луѓето вика татко ти е еден од најчовечните. А ако ги платите, ако земете мито, нема да ве поздрават на улица. Ова како вицот за Јосип Бростито Не е и вицот. генерал Ова е Ѓурич. жива И вистина. генерал Ѓурич Жива вистина, шета затоа Тито- што видите шета Тито- многу е... Шета Тито низ улиците на Белград 60-тите Ја не сум години. многу по вицовите за да ви кажам И го виц, стрекјава, па ова е ама- малце, ова е анегдота велат. И го стрекјава генерал Ѓурич и вели јао Ѓуричу, јас сам те спасио. Да нисам био ја, да те пошелјам на Голи оток, ови би те убили. Е исто така и Не, вие не, и не беше криминалците поентата на- кои ги осудувал, Не. а по ова што го гледам кој Не ги ослободувал, поентата, кој ги ослободувал, кој ги ослободувал. Меѓутоа не, овие Ѓоко што Ристов, лежеле, кој ги меѓутоа ослободувал, да Ѓоко платиш, Ристов. Гледате, да платиш, тогаш Сашо- нема да те Сашо поздрават. Мијалков, Фемистав, Лјупчо Пецов. Тие што дале пари нема да те Боки- поздрават, а Боки- тие што Боки- не, а што имам Боки- врска со Боки Сашо 13. Мијалков, со Боки 13, Израелско со не знам, злато. Израелци и те што не Исмет знаат. Гури. Те. А за Исмет Гури он веднаш Параците у медот ги има за сите клучни случаи во последните 10 години. Само Ѓоко Ристов одлучува сам во апелација. Па добро, сега вашиот сопруг да имавте некој друг за него ќе Ма не може он да одлучува, ме разбирате? Не одлучува глас он. пресудува, еве Сашо Мелков е слободен со надгласување 2:1. Енвер Беџети завршува на американска црна листа. Тања Милева гласа за неослободување, се изема, тоа Врховен суд ги знае. нели ги Ова е добија. кривично дело, како може да ги знаете вие записникот од Па гласање тоа, чим ги советување? споменува Бојан Маричеш како министар за Па правда, тоа е веќе се обраќа до Ѓоко Ристов, до судскиот совет и до Енвер Беџети, Никогаш а не не ја се спомнува знае Тања. гласањето. Знае, може да ги отвори Врховен суд. Вие сте биле така. вие сте биле референт во Да, Врховен суд. ама не сум и била знаете- референт, виш судски соработник Вие сум судски била. соработник сте били Ама- и вие точно знаете како оди таа постапка. Затоа пробувате да зборам дека не манипулирате. може секој да знае каков е записникот за советување гласање. Спиете ли мирно ако Да. луѓе? Добро. Дури некој ще забораваме да заклучим.
Да заклучите. Да. Име парите ви секај све крвата, што ќе Не ги се земат, наши што ќе пари. ви украда дома. Не се, а како утврдивте Што дека ќе- се на Ѓоко? Уште вториот ден професорот Калајџиев многу убаво излезе со еден статус. Како вика парите се на Ѓоко Ристов, најдени во семејната куќа, а има брат, колега на правниот факултет. Како утврди обвинителството? Траги најде. Ма траги најде. Ма какви траги, нема потисоци од траги прсти. најде. Гледате, вештачи, значи има основано сомневање, има феми Тоа е стафа, има плюс и Лјупчо, незаконски значи тоа не прибавен е, тоа не е доказ. доказ, но е основа за сомневање. Ама Врз не база- може сомневање врз у база на обвинение, тоа господине сомневање, Васко. На 3 локации, на Варшавска, во Викендица ваша, Не, наша и во на Деверот. На Деверот и во Неготино се барани пари. Значи- Отфрлени се Варшавска и Викендицата, се барат втор пат, втора Значи- истрага во Неготино. Ни ги наоѓа 350.000 евра. Значи основано било сомневањето. Не. Најдени се пари. Ама немаат право луѓето да имаат пари како вие тоа зборите. Вашите родители, Ама нема веќе, ја не знам дали 350 се евра. живели како. Ама не, нема немаат 300, право да ама има. нема 350 Епа, евра, има 350 некој има илјади. 350, Во зид- некој има Во 550. зид зазидана, хајка, значи и Ќоро и Сакато се креа против сопругот, ги прашуваат родителите имали, и се вие всушност ги обвинувате и вашиот родител и родителите на сопругот. не ги Сите се виновни, Зошто се само вие виновни? не сте за стан на ѓалото и не Ма сте не, виновни за зошто пари. татко ми виновен, ја душата ја дам за татко ми, како така викате дека татко ми. Па зошто Лидија му пратила човек на татко ми? Затоа што знае дека ми е слаба точка, дека ќе го послушам, еве дека нема да ја спомнам повеќе. Како го обвинувам јас татко ми? Или како ги обвинувам родителите? Ја не им се ни лутам што не ни кажале кај се парите. Немаат доверба у банка. Татко ви знал дека гаранција за кредитот е Лјупчо Пецов јалот? Ама не е гаранција Лјупчо Пецов, ние од Александар го купивме. Неговата фирма. А Ама, мора да Александар мора е во таа фирма. Мора да имате хипотека, а таа чива фирма? Ама на Лјупчо Пецов ви кажав дека го купи една нотарка, не ние. И еве и дојдете на кафе еден ден у Не може да дојде. Охрид ќе Нема видите. што да дојдам. Ете така. Зашто би дошол таму? Зашто да не? Господи Ристо, значи, после се она што кажавме, сати и 40 минути, ве сметате дека сте невини. Да. Затоа што, прво, ако е беше виновен Ѓоко Ристов, малку да имаше олку основ, ќе имаше обвинет за подкуп, кај Фехми Стафа и кај Ѓавалот, па се тргна од подкуп, па не се докажа, па се тргна од станот кај што живееме, па не се докажа. Па станот у Охрид се спомнува, не е предмет на обвинение. Зашто е осуден Фехми Стафа? Он е условно осуден дека му барал, а не дека му дал на Ѓоко Тој е Ристов. осуден 15 месеци, Спогодба. спогодба. Е, така. Има спогодба. Дека барал. И лежи затвор. Дека барал, Лежи затвор. а не дека донел. И Лјупчо Пецов вели за два суди. Судика и судија во Со име и апелационен. презиме ги кажува. Вашиот сопруг и Лидија Зимбовска. Да, и за Лидија Ама Зимбовска Лидија не е се виновна, а вашиот сопруг Не, е не, невин. не, ја не викам виновна, невиновна. Обвинителката не требала да биде селективна. Требала барем едно основно процесно действие, барем да Ако преземе да Лидија ја повика на Зимбовска е разговор. заштитен сведок, Не знам, кој така како вика, што ви да. вели овој маскиран Емисаров, човек, да. тоа значи дека таа како заштитен сведок потврдила за вашиот сопруг. Не кај Ѓоко заштитен сведок, од причина што ако има заштитен сведок треба да е содржан во обвинението. Значи, Во обвинението не е. Лидија е виновна, сопругот не е винен. Фала многу. Не реков ја дека Туку? Лидија е виновна. Меѓутоа, колку што е пријавен Ѓоко Ристов, толку Пријавена е и таа. Пријавен и А таа. не- а не е постапена. Зошто за Ѓоко Ристов се презимаат хајки? Се терети за дела за кои што правната па перење пари. Па знаете дека судската пракса доволно кажува дека парите треба да бидат пуштени во оптек, а не да бидат во зид дома да се чуваат. Луѓето немале сев, ги чувале од зид и сев се чува од зид. Која е правната квалификација? Ѓоко Ристов распишувал тендери и јавни Значи, набавки, Прави фирма, ама не прави прави фирма, Ѓоко Ристов фирма. оформува земјиште, А што има лошо од тоа што направила све крвата докупува фирма? земјиште, поминува процедура и ги добива сите лиценци, Па вие знаете, еве, у комуни- државно правобранителство колку комуницира- предмети има за дооформување на државно комуницира земјиште? со банки во тој процес, но не верува на банките и ги чува во зид парите. Ама и тие пари што ги продале не им се у А банка. што сакала да скрие? Не им се у банка ни тие пари. Бидејќи прво што би прашало обвинителството потекло на пари. Ваше, на вашите Еве. родители,
на Ѓоко Ристов, на неговите родители. Не вештачела Да обвинителката за 9 години, ама ние правиме вештачи. Да побара во банки, тоа прво се прави. Побарала. И вие знаете дека ќе се побара банки, Да. но во зид тешко може да се, многу потешко во зид отколку банки, вие сте ги ставиле во зид. Ние не сме ги ставиле, Просто све кога кокограф, се што би карват рекле ги ставиле. србите. Не е ништо просто Да. кокограф. Просто е дека Ѓоко Ристов не е виновен и дека очигледна хајка, дека некому сметал. Должност на председателката на судот било не е само нели по закон. Мислите на Меридик? Да, не е само да се потпише плата, туку треба да преземе действија зашто се И злоупотребуваат Меридика е стручните. дел на Не знам, не тоа навлегувам во тоа. здружение против вас? Не знам, не навлегувам Како во го тоа. дефинирате злосторничко? Сега ќе ви објаснам. Значи, требало да си преземе действија што се во ранг по закон на председател на суд. Тоа веќе добивате на 18-12 писмо од Фехми Стафа дека е малтретиран, каже дека се за Ѓоко Ристов кидеш дома, да не се преземе ништо по однос на тоа. Кога стручни соработници ти бараат дека не стојат за анонимните представки на Ѓоко Ристов, а се сомневаат на судија од апелационен суд и бараат судот да се обрати до основното обвинителство да поведе поставка за нен лице, вие ништо тоа не го превземате. Што значи тоа? Што значи тоа? Оставам и ви на јавноста, нека суди сам. Фала многу. Фала ви на вас. Да. Ова беше интервјуто со Симона Ристова Зорич. Се надам дека ви се допадна интервјуто. Уште едно или две интервјуи до крајот на ова календарска 2025-2026 година на YouTube каналот Васко Евтов или на емисијата во Центар. Ако ви се допадна оваа емисија, ново дружење, вонредна политичка анализа, вторник 20 часот и 30 минути, ново интервју, кога е финалето на светско првенство во фудбал, ќе име дали во 22 часот, дали можеби за прв пат изминатите 5 или 6 години нешто ќе поместиме да не се поклопиме со финалето на светско првенство, но за тоа благовремено ќе бидете информирани. До недела и до вторник, пријатно вечер Македонија, каде и да си.